Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пустила, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? Пишма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито ке. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во петото издание на емисијата Прашањето ми е следно тука на Инфомакс. Вечерва, како последна емисија за оваа година, за вас го имаме лидерот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Христијан Мицкоски, кој што не треба да давам некои посебни најави. Следете не, шерувајте го овој линк и верувајте дека ќе имаме многу интересни прашања. Господин Мицкоски, добро вечер. Добро вечер. Да почнам веднаш со прашањето, или да речам прашањето ми е следно. Кои три работи би ги издвоили оваа година како најважни случувања? Па мислам дека тоа беше пред се ковид пандемијата, која што го погоди човештвото, вклучително и нашата држава. Второ би ги издвоил оние талибански мафијашки избори кои што се случија, кои што завршија на 15 јули. И ете, она што денеска најмногу можеби ги погодува граѓаните, тоа е рецесијата. Зборувате за корона кризата. Корона кризата сега сме сведоци дека најверојатно ќе биде одложена или ние ќе бидеме последната земја можеби во светот што ќе излезе од пандемијата благодарение на да речам, еве јас ќе констатирам некадарноста на властите, се уште немаме вакцини веројатно нема стигнат ниво март. Денеска гледавме на десковите на информативните редакции дека најверојатно промашен е рокот за плаќање и заради тоа промашување на плаќање на нарачката за корона вакцина, ние немаме вакцини во Македонија на време. Јас ми рековте три работи да набројам и кажав три негативни работи, што значи дека цела година практично не можам да издвојам една позитивна работа. Можев да набројам уште 5, уште 10 кои што беа негативни работи во изминатава година. Јас нема да се задржам на тоа што се споменува на социјалните медиуми и каков тип на коментари предизвикува, би сакал да зборувам за фактите. А какви се фактите? Фактите се следни. Гледаме дека цела Европа практично ги вакцинира сопствените граѓани, не само Европа, би рекол и пошироко светот, а кај нас тој кој што треба да се грижи да обезбеди вакцини за да можат оние граѓани кои што нормално сакаат да се вакцинираат со оваа вакцина, да се вакцинираат, практично зборува за легализација на марихуаната. И сега кога ќе ги вагате тие две работи, од една страна го имате министерот и премиерот кој што во епицентарот, би рекол, на пандемијата, во екот на пандемијата, кога броиме илјадници за заболени, би рекол десетици, за жал, наши сограѓани кои што губат својот живот, а во исто време гледаме како цела Европа и цел свет практично се вакцинираат, како владите во Европа водат сметка за сопствените граѓани, тие главна тема им е легализација на марихуана. И тие две работи практично доведуваат кај луѓето едно чудно чувство на разочарување, бидејќи гледаат дека не само што не ги интересира оние кои што треба да ги интересираат, тоа се овие од владава, она што е најценето, а тоа е здравјето на граѓаните, туку напротив, со еден проект вештачки кој што го туркаат, они истото тоа здравје сакаат и да го загрозат. Отприлика тука е оној баланс помеѓу овие капацитети на оваа влада и она кое што реално би требало да биде грижа на оваа влада, тоа е нормално личниот и колективниот интерес. Се гледа дека тука тие двете се различни. Ние имаме колективен интерес да го заштитиме здравјето на граѓаните пред се, а они имаат колективен интерес како влада и како луѓе во таа влада да го заштитат сопствениот бизнис и капитал. Ете тоа е разликата. И рековте дека рецесијата би издвоиле како најважен настан, меѓу
овие три и изборите. Рецесијата 60% зијан Македонија, решение? Не, мислите падот 60% долгот падот на индустријското производство, но и долгот на долгот на државата, јавни, да, порасна некаде на 61-62% и тој уште повеќе ќе расте. Сега да зборуваме со бројки практично, за да зборуваме со бројки треба да ги знаеме фактите. Какви се фактите? Вие имате на ситуација кога практично самиот министер за финансии вели ако не беше интервенцијата на владата со оние така наречени антикризни мерки во економијата, тогаш падот немаше да биде во првите 3 квартала 5,9%, туку ќе беше 7,1% од бруто домашниот производ. Што би значило тоа? Ако од прилика на крајот од годината бруто домашниот производ, тоа е се она кој што произведуваат македонските граѓани, изнесува нешто помалку од 11 милиарди евра, разликата од 1,2% би значило нешто повеќе од, би рекол, 120-130 милиони евра. За да ги заштедат тие 120-130 милиони евра, тие потрошија повеќе од половина милиарда, а ја задолжија државата само за еден квартал 1 милиарда. Значи, каков е ефектот? Ефектот е, би рекол, помалку од 1/8 од тоа што ја задолжиле државата, спасиле. Ако вака тие дома се однесуваат со сопствениот дом и со сопственото семејство, тогаш мислам дека ќе не можат ниту од први до први да го завршат месецот, а камоли понатаму. Тоест, да бидам попрецизен, направија предизборна плячка, плашејќи се за своите политички кариери, но и плашејќи се за понатамошниот развој на нивните животи, бидејќи знаат дека направиле многу криминал и многу злодела во изминативе, би рекол, 4 години откако се власт, и затоа за нив немаше лимит да ја заложуваат државата, да вршат институционален подкуп, но и поинаков подкуп на изборите кои што завршија на 15 Да, тоа ми беше следното подпрашање, да речам, задолжувањето практично се случуваше и за изборите 90 милиони евра од прилика бевме задолжени за време во предизборната кампања, пари кои што потоа се делеа на социјални случаи, на земјоделци, се подкупуваа, субвенции се делеа, но имавте дополнителен заменик министр. Не можеше тоа да го во Министерството за финансии, не можеше тоа да се случи. Не беа 90 милиони евра, таа 1 милиарда се случи во тој период, тоа е вториот квартал, значи меѓу месеците април и јуни. Тие задолжија држава за 1 милиарда евра. Не беше проблемот во задолжувањето. Проблемот е како тоа задолжување вие ќе го искористите. Затоа што кога се задолжувате во услови на криза, треба тие пари кои што ќе ги позајмите да ги вложите онаму каде што се најпотребни. А најпотребни се во два сектора во овој момент, а тоа се здравството и нормално економијата. Во здравството потрошија помалку од 1% од сите тие пари, а што се однесува до економијата, ви ги кажав ефектите. Сега, ако направиме една црта на тоа што е задолжено и што направи заменик техничкиот министер во Министерството за финансии предлог на ВМРО ДПМН, тогаш можам да кажам дека во тој период сето на кој што беше потреба за здравството, барем декларативно на хартија, и за економијата, ние како сериозна државотворна партија која што тогаш беше дел од техничката влада, го одобривме. Но онаму каде што видовме дека постојат основани сомневања за сериозна злоупотреба, а тоа беше оној кредит за кој што сме напаѓани и како партија и Гордана како заменик технички министер, го спречивме затоа што тоа задолжување беше директно наменето за злоупотреба од определени членови на владата, тогаш предводена од Оливер Спасовски. Сега да дојдеме повторно до фактите. Кои се фактите? Тоа е кредитот кој што требаше да биде превземен од Светска банка и кој што требаше да изнесува 80-90 милиони евра, не ме фаќате за збор, точно од прилика таа беше сумата, да. Сега се поставува прашањето. Ние во тој период како држава емитувавме државна обврзница на меѓународниот пазар, која што во прв момент требаше да изнесува 800 милиони евра, а кога ќе емитувате државна обврзница со поголема сума, тогаш и оние кои што се наддаваат, даваат пониска каматна стапка. Од необјаснети причини, во текот на лицитацијата, министерката тогашна за финансии, по чиј налог не знам, одлучува наместо 800 милиони евра да поземи 700 милиони евра по многу повисока каматна стапка од таа која што се нудеше на 800 милиони евра и со тоа директно ги оштети граѓаните и за ова еден ден ќе има одговорност. Немојте да мислите дека таа работа ќе остане
незапаметена. Еве, стои таа во колективната меморија, стои во меморијата на ВМРО ДПМН и опозицијата и еден ден без разлика што сега некој за незе вели дека не била крпа за бришење, туку ја ставија во одборот на директори, ако не се лажам, на Телегом, бидејќи се покажала како министер за финансии, сепак ќе мора да се соочи и да каже кој влијаеше на незе за оваа одлука и зошто ги оштети директно државниот буџет и плаќачите на данок во рамките на тој истиот буџет и плативме повисока, односно ќе плаќаат граѓаните повисока каматна стапка, а со тоа директно оневозможи да добиеме 100 милиони евра поевтини пари споредено со оној кредит кој што требаше да биде земен од Светска банка. Тоа е разликата помеѓу луѓе кои што се грижат за државата и луѓе кои што не се грижат за државата. Во предизборијата во 2016 година СДСМ водеше кампања во која што пресметуваше колку тоа секој граѓанин е задолжен од владата на ВМРО ДПМН. Ама таа кампања Имате ли вие таква пресметка? Колку оваа влада го задолжи секој граѓанин на Република Македонија, вклучително и оние неродени наши сограѓани? Видете, Александар, сета онаа кампања на СДСМ до 2016 година, која што велеше дека ќе ако формира влада и дојде на власт и така натаму, дека ќе ја спроведе на дело, денеска е спротивна. Да. Јас не го гледам бројчаникот, не гледам воздух, не гледам вода, не гледам 500 километри автопат, не гледам реформирано образование, напротив гледам руинирано, не гледам реформиран здравствен систем, напротив гледам руиниран, не гледам инвестиции во енергетиката, не гледам реформирано правосудство, напротив гледам комплетно заробено правосудство, што е основен символ за заробена држава. Се тоа на кое што тогаш го зборуваше, денеска е антипод на она кое што го прави. Тоа е капацитетот на оваа структура на политичари кои што се во владата. Немаат они поголем капацитет. И никој не може да очекува поголем капацитет. Тие се добри да направат интрига, да направат некој бизнисче, да земат некој процент со кој што понатаму ќе живеат или ќе финансираат определени други операции. Тоа е начинот на кој што овие луѓе функционираат. И ние не можеме како граѓани 4 години гледаме како тие функционираат да очекуваме нешто поинако. Зашто тоа е невозможно. Но, тоа е матрица. Знаејќи ги сите овие работи, знаејќи како се задолжува и дека парите од задолжувањето отидоа во подкуп за предвремените парламентарни избори сега во јули, зашто ги признавте изборите? Да, тоа често пати ми го поставуваат тоа прашање и често пати имам еден натрешен, би рекол, конфликт, еден натрешен револт. Зошто? Затоа што во тоа време главно за мене беше добивањето на датум за отпочнување на преговори со Европската унија и одржување на таа прва меѓувладина конференција која што требаше да се случи нели на крајот од декември месец. И не е се само изборите. Злоупотребите започнаа многу пред изборите. Изборите се само, би рекол, крајот, завршниот чин на целата таа процедура. Злоупотребите започнаа со моментот кога изборите се одложија и кога се воведе варената состојба. Ке потсетам, тогаш ние баравме кризна состојба, тогаш не убедуваше и Пендаровски Стево, и останатите во владата, тогаш Спасовски, Шекеринска и така натаму, дека е невозможно и ние како држава немаме доволно капацитети за да практично таа кризна состојба ја спроведеме на дело. Дека немаме нити ресурси човечки, нити пак материјални. За да денеска гледаме дека нема проблем таа кризна состојба да се спроведе. И во име на тоа, рекоа луѓе, дајте да направиме ворена состојба со оправдување дека е потребно да се носат законски решенија кои што ќе помогнат на здравствениот сектор и на економијата, тоест на стопанството. Јас не знам како тогашниот обид за да го поминат законот за легализација на марихуаната или пак неколку дозволи на правни субјекти да тогаш помина и закон за измена на закон за тргување со дијаманти. Да, и некои чудни решенија кои што немаат никаква врска, нити пак со здравството, нити пак имаат некаква врска со решавање на криза, со стопанството или со економијата. И практично они тогаш почнаа да ги носат тие уредби со сила на закон, каде што се овозможи практично да се надгласаат, односно да се надгласат членот на владата предлог на опозицијата, тој е министерот за внатрешни работи, техничкиот министер за внатрешни работи господин Наке Чулев, и практично да се носат уредби со сила на закон во тој период, каде што огромни пари кои што беа поземувани понатаму преку определен вид на картички и така натаму под некоја си квази помош
беше импутирана помеѓу граѓаните и голем дел од владините функционери во тоа време и активисти на СДСМ на локално ниво ова го користеа за да практично ги уценуваат и им се закануваат на гласачите. Потоа се промени изборниот законник, нешто што до тогаш не се случило, во која смисла се скрати времетрењето на медиумското презентирање на опозицијата. Без собраниска дебата, без ништо. Па не, тоаш немаше ни парламент ефективен, но на влада си донесе уредба и денеска кога ќе го погледате извештајот на агенцијата АВМ, ќе видите дека практично СДСМ има речиси 2 пати повеќе минути на медиумите од тоа што го имаше ВМРО ДПМН за време на кампањата. До сега не се случило изборен законник да се менува без согласност на опозицијата. И тоа беше еден еклатантен пример, еден класичен пример на упад во самите избори. Што тогаш постоеше кај нас дилема да ние напуштиме трката, бидејќи тоа се случи на еден ден пред почеток на кампањата, односно да бидам попрецизен, 1 ден и 5 минути. Бидејќи тоа се случуваше во 23:55 во понеделникот, кампањата почна во средата. Значи на 1 ден и 5 минути пред да почне кампањата. Но ајде, велевме, интересите на граѓаните, интересите на државата, ќе надоместиме, ќе се бориме, нема предавање, одиме витешки и така натаму и така натаму. Дури и тоа што се случуваше за самата кампања, еклатантен пример на подкуп, каде што полициски службеници, градоначалници беа фатени во подкуп, такви ги имаше неколкумина, повеќе од 40 на пријави беа поднесени од страна на МВР и така натаму. За жал до ден денеска ништо не е процесуирано, иако сето тоа е подкрепено со силни докази, но треба истите тие да знаат дека првиот ден кога ќе биде ослободено судството и обвинителството од стегите на ЗАЕФ и СДСМ, се тоа ќе биде процесуирано и ќе треба да сносат одговорност. Треба секој да си го постави прашањето што понатаму. Јас сум гледал и други луѓе кои што мислеле дека се над законот, па денеска како мачиња предат во скутот на ЗАЕФ. Затоа треба да сме сите ние свесни за нашите постапки во некои поранешни времења, затоа ние треба да сме денеска свесни сите за нашите постапки и заради тие постапки ние еден ден треба да понесеме сметка, речеме, за тоа што денеска го правиме, затоа што нема потоа да имаме било какво оправдување во иднина за нашите постапки. Така што ако ме прашате како претседател на ВМРО ДПМН и лидер на опозицијата дали тоа беше погрешен чекор, јас и ден денеска и покрај овој внатрешен конфликт што го имам, ќе ви речем не беше тоа погрешен чекор. Тоа беше единствениот исправен чекор кој што беше во интерес на државата и интерес на граѓаните. За жал, залудно, бидејќи како што знаат нашите граѓани, ние не добивме прва меѓувладина конференција поради објективни причини кои што предпоставувам ги знае македонската јавност или можеби ќе ги збориме на овој интервју. Господине Мицкоски, ќе направиме тука кратка пауза и ќе изгледаме една анкета со граѓани кои што направивме во текот на неделата. Ќе ја погледнеме заедно, потоа ќе ја искоментираме. Кој е вашето мислење за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски? Добар човек. Сака убаво да работи за народот и така. Би му порачале нешто, бидејќи ќе гостува кај нас во вторник? Еве директно имате шанса да му се обратите. Па да работи за народот, да ги сака народот и да го сакаат и него и така. Да го сакаме уствари, поштено да работи. Кој е вашето мислење за Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН? Се најдобро. Мислам, он како лидер се покажува во најдобро светло. Ние така го и прифаќаме. Он не е на власт, али кој ќе дојде, може би ќе го потврди истото. Така, вака нешто би му порачале, односно, не знам, на политиката, на начинот на делување? На делување, оно што го ветува да го исполни. Не сега едно кажува, колку да го гласа народот, а утре да одрекнува. Да рече, ја не сум надлежен, ја не можам тоа, него вистината. Чисто и успешно да биде. Тоа што го ветува да го спроведе. Тоа што го ветува и да го спроведе. Добре, господине, може едно прашање анкета правиме? Кажи. Кој е вашето мислење за Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН? Супер човек. А би му порачале нешто вака? Ништо, нека продолжи и понатак. Државата ни е Монти Пајтон, кој знае, кој не знае ќе научи. И владата ни е Монти Пајтон. Толку. Само да ве прашам. Кај нас ќе гостува тој во вторник, во емисија. Што имате да му порачате?
Вака нешто му кажете да му посочите, може би грешка, може би го Има побали. некои идеи добри, има некои фикс идеи, нормално си е тоа. Тоа е неминовно, не се дешава, нешто дешава кај нас тоа само. Се дешава низ цел свет, низ сите држави. Нарочно Источна Европа. Кое е вашето мислење за реформите сега во образованието што се најавени дека ќе се спроведуваат во однос на укинување на одредени предмети, спојување? Не верувам дека е најпаметно за историја да се укине. За тоа не верувам дека е најпаметно, но до неграка се во право. Затоа што зборат, пример, некои непотребни предмети што не ни требаат, како пример граѓанско, не верувам дека е најпотребно, тоа може да се укине, зашто до неграка не се учи сето тоа, ама историја не верувам дека. Исто не верувам дека и географија треба да се укине. Мислам дека тие два предмети би им требале понатака и се важни. Па, вака на политичарите што би им порачале однос на тоа што треба да направат за младите? Да не им прилагодуваат само на соседните држави. Многу ми изгледа како тоа да се прави моментално. Искрено, моментално не знам, али нас за средношколци што не засега моментално е со матурата и со Мила Царовска може би нешто. Така да тоа ако има некои образовни реформи, ништо друго. Кој е вашето мислење за лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски? Многу е симпатичен. За се опонира. Што да се рече, тој спротивно ќе каже. И не одеме напред со такви. Вака нешто што би му порачале? Да биде по соработлив, да повеќе да соработува од тие во интерес и на него и на цела земја. Така, зашто по-конкретно мислите опонира? Зборуваме за договорот со Бугарија, зборуваме за преговорите со Бугарија. У принцип, за све што ќе се постави во собрание, тие опонира. Така, сега последна капка помеѓу власт и опозицијата е продажбата на Гама во вредност од 33 милиони евра. Тоа е предпријатие кое што мнозинска контрола е на Макпетро. Се согласувате дека толку вреди таа компанија, дека толку треба? Не знам колку вреди. Вие знаете. Вие знаете за Гама. Ја не знам. Проценката некаде околу 18 милиони евра дека вредат акциите, државата ги купува за 33 милиони евра. Речи си дупло поскапо. Мислите тоа заработува владата? Па нема да заработи владата, ќе заработи приватна компанија. А која би била таа приватна компанија? Макпетрол. Во нејзина собственост се акциите на Гама. Тоа е гасовод, кој што е распространет низ цела Македонија. Не сте упатен. Во ред, ви благодариме. На Мицкоски? Да. Што би му порачал? Да престанат со овие финти Европски унии, лажење на народот на подобро, на продавање имиња, глупости, све. Мислам тоа се више за деца од градинка моабети, не е више тоа за возрастни луѓе, значи срамота е да се лаже народот толку долго и да идеме само надоле, а цел свет иде напред. Тоа мене не ми е јасно. Ни треба храна да увезуваат, ни треба вода да ни увезуваат, ништо. Значи све си има у оваа држава. Оваа држава е толку мала што треба да цвета. Не Мицковски, не било кој да дојде на власт, мислам дека тука има доволно средства и доволно помош, али за жал власта ги злоупотребува парите, ги злоупотребува граѓаните и животот наш станува све потежок и потежок, а они се све побогати и побогати. Не знам како да ви кажам, тоа го нема нигде, освен тука во нашата Македонија. Тоа можам да кажам за било кој лидер од било која партија, зашто ова више нема крај, како да ви кажам. Не се дешава ова денес до утре или година, ова се дешава више со години. Децении. Не знам како да ви кажам. Тоа е... Гледате ли негде излез од ситуацијата? Излез од ситуацијата. Излез од ситуацијата, не надвор од земјата. Значи, единствен излезе. Народот да се собере заедно. Значи,
Еден за сите, сите за еден, како македонци. Така? Да се собереме заедно. Значи, да направиме еден стенд. Ме сваќаш, да се застане и да се каже крај. Значи, доста не злоупотребувате. Имаме многу учени луѓе тука кај нас. Има многу добри, како да ти кажам, професори, а што не, све има кај нас. И учени луѓе, и неучени, значи има многу јак кадар имаме, но за жал, поради овие партиски врски, заради врски овој го ставиле директор таму, заради врски овој таму и ништо не напредува. Па како сакаш да напредува кога луѓето не си ја знаат работата, сите се стаени преку врски, како да ви кажам се. Мислам, тоа се гледа, кај да влезеш, очигледно е. Ме сваќаш, влагаш у банка на шалтер, тој те плаќа на друг шалтер, тој на трет, на четврт, како да ти кажам, нема више крај со тоа. Видено е више, не знам како да ти кажам. Мора народот да искочи против државата, вака и вака, значи доста више не лажете, доста више лажги пат со тоа Европска унија. Луѓе, бре, ние не сме за Европска унија. Како да ви кажам? Мислам, окей да си во Европска унија, нели? Тоа све окей. Ама не сме ние ни, како да ти кажам, не сме до таму, не ни треба нас тој систем, тоа е сосема друг систем. Како да ти кажам, ние не сме навикнати на таков систем. Значи, прво да си ги решиме обичните прашања за дома, ме сваќаш, прво народот да има леп да јаде, да има плата да си ги подмири сметките, па све друго, а не само со тие залаги идеме ваму ќе правиме, не знам, она ќе правиме. Видено е више. Доста беше филмови. Доста беше филмови, тоа сакам да кажам у најкратки црти, али сепак, пак ќе кажам, ние самиот народ сме криви што не искачаме на демонстрации, ме сваќаш. Значи, се, не знам, нема врска годиште ова, она, него сите колективно, ако не се собиреме и дадеме еден стенд од младите спрема овие што се постари, што држат влада сега, значи, тоа ние мора да го смениме. Ако не го смениме тоа така, ние ги се вртиме у круг уште 20-30 години. Ме сваќате? Да. Значи, ние младиве, ако не направиме сега у наредниве години нешто, значи да се сврти работава, млад кадар да дојде на работа, учен кадар да дојде на работа, доста со тие, ја го знам, овој го знае, ќе те пикне на работа, еве ти 20.000 евра, дај ми решение, дај ми диплома, ме сваќаш, еве ти сине, купи 20.000 долари, сега може да бидеш директор кај мене у фирма, ме сваќаш. Значи, такви ситуации има, колку ги сакаш. Со граѓаните, последниот граѓанин можевме да видиме дека прилично многу инспириран беше доста да се ги каже проблемите со кои што се соочуваат младите пред се. Не ми одговоривте конкретно на претходното прашање, зашто ги признавте изборите ако знаевте какви се криминали се случуваат позади сцената? Па кажав за една единствена причина, тоа е да конечно го отпочнеме тој пат кон Европската унија. Тоа беше целта за која што сите ние се стремиме и ете, бидејќи беше во најава март месец. Можам да констатирам дека и вие како и граѓаните бевте жртва на лажните вести на министерот за надворешни работи, на премиерот. Па не сум ја сега до толку да се виктимизирам, сега да се кажувам како жртва, ние предупредувавме, но оставивме да граѓаните и ние веруваме дека од декември месец ја отпочнеме таа наша одисеја, би рекол, и тој пат кон Европската унија и да почнеме со преговори. Тоа беше суштината. Не сакавме да фрламе сенка на тој процес, па потоа да бидеме обвинувани дека сме вакви или такви. Но факт е дека ги кажавме нашите аргументи, никој до ден денеска не ги поби тие аргументи за ова што и денеска го кажав во вашата емисија за овие мафијашки покрадени талибански избори. И не можеме да очекуваме ништо друго од Зоран Заев, Спасовски, Шекеринска и таа група.
Граѓаните и на анкетата сега можеме да видиме дека оние кои што ги анкетиравме, речиси без исклучок сите кажаа позитивни зборови за вас. Тоа се рефлектираше, може да констатирам или ќе се согласите со мојата констатација дека тоа што граѓаните го мислат на анкетата се рефлектираше и на рейтингот на ВМРО-ДПМН, оној рейтинг на анкетата на МЦМС кој што ги видовме пред некој ден. Па јас бидејќи тука сте навистина близко, со СДСМ им дишете во вратви. Па јас мислам дека Телма оние 33 милиони евра фино ги одработи на таа анкета и тука мислам дека на секој му е јасно зошто беа тие бројки. Инаку, чисто како за една споредба, како било тоа во минатото, јас се сеќавам на анкетите кога ВМРО-ДПМН ги поминуваше првите 100 дена од владата во минатото. Секогаш рейтингот помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ беше 3:1 во корист на ВМРО-ДПМН, а сега гледаме дека после овие први 100 дена и покрај сето оваа репресија која што се случува и медиумски молк и мрак би рекол кој што го има опозицијата, ние денеска имаме би рекол нерешена ситуација. Иако не сум задоволен, јас ценам дека многу подобро стои ВМРО-ДПМН во јавноста и мислам дека многу подобри се бројките, но повторно треба да сме свесни дека оние алатки и оние методи кои што ги имаат на располагање СДСМ и Зоран Заев, и тоа го покажа брутално од 2016 наваму на парламентарни и други избори, од кога се би рекол државна власт и претходно Зоран Заев кога се бореше во струмица на локална власт, ние треба да имаме најмалку 2,5 до 3% предност пред СДСМ, бидејќи толку од прилика тежи подкупот, притисоците, заканите и уцените кои што ги има СДСМ. Добро, господин Мисковски, не знам колку ги седат, веројатно ги седите повеќе од мене дури анкетите, но јас што што го знам е дека оваа рейтинг агенција која што ја извади оваа анкета за време на бојкотирањето промаши со 25-30%. Така да за околу релевантноста, јас ке си дозволам да си констатирам дека според мене не е доволно релевантно. Агенцијата. Нема јас да навлегувам во релевантноста, нека судат граѓаните, но повторно ќе ви кажам, ова е само индикатор. Рейтинг листите се само индикатор за да вие на терен ја спроведете целата оваа активност, бидејќи мојот ментален склоп е сосема различен од менталниот склоп на овие луѓе кои што ја водат денеска државата. Таму нема избори на кои што ние ќе се надпреваруваме со програма, со проекти и така натаму. Погледајте на СДСМ програмата и погледајте на ВМРО-ДПМН програмата на претходните парламентарни избори. Многумина ќе речат ова, споредено со ова е буквално докторска теза. Кај нив постои програма која што се вика кеш пари на рака, притисок, закани, уцени, картички и така натаму. Тоа е начинот на кој што функционираат овие луѓе. Ке земат провизија, таа провизија ќе ја поделат, пола за себе, пола во касичката за следните избори за подкуп. Така функционираат. Програмата, барем онаа официјалната програма пред изборот на СДСМ беше речиси во 100% ископирана од претходната на ВМРО и мене чуди зашто не барате авторски права на СДСМ за тоа. Не, јас нема да навлегувам во тој детал, но можам да кажам дека од таа програма со која што излегува на изборите 16-та, споредено со тоа што го имплементираа практично во овие речиси 4 години, не знам дали 5% е од тоа спроведено и како човек би се срамел да излезам на избори со 5% реализација. Но повторно ќе ви кажам, нивната матрица не е програмата, не е отчетот, не е што направивме, како направивме. Па погледајте го последниот отчет 100 дена влада кој што доснеше 7-8 дена, затоа што немаше што да кажат. Што направи овие 100 дена влада? Кажете ми кои 3 работи ќе ви останат запаметени во 100 дена влада. Прво е легализација на марихуана, втората работа е легализација на црни пари и третата работа е интервјуто за БГНС, каде што практично беше негиран целокупниот македонски идентитет. Кажете една добра работа и јас ќе се сложам со вас, ќе речам во ред, тоа е така, вие сте во право. И потоа нас ќе ни речат, ама вие сте цело време против во собранието. Па како да не сме против? На кој реформски закон ВМРО-ДПМН и опозицијата треба да бидат за или треба да го одобрат? Еве нека дојдат и да аргументираме за еден закон. Ќе речеме за тој закон, ајде да идеме член по член и да го разобличуваме. Зашто да бидеме за? Невозможно е да бидете за нешто што е бел лист хартија. Велите поради европските перспективи, може би сте прогледале на кравот низ прсти, но еве гледаме граѓаните велат дека Македонија не е подготвена да биде дел од Европската унија. Видете, за оваа реторика на ВМРО-ДПМН, став и програма која што е 30 години конзистентна, ние сме свесни како центар десна партија дека
ќе трпиме сериозни удари од страна на подесно од нас политички топци. Зборам за анкетата за граѓанинот на крај, кој што зборуваше дека Европската унија можеби не сме подготвени за Европската унија во овој момент. Не зборувам јас за граѓанинот, зборувам за генерално политиките и денеска со еден соработник баш на оваа тема зборувавме, токму на оваа тема зборувавме. При последната посета, да речеме, во Брисел, во седиштето на ЕНП, Европската народна партија, имавме разговор со генералниот секретар, господин Лопес Историс, кај што кажа најголемиот удар на партиите кои што се дел од ЕНП, од Европската народна партија, ќе дојде од овие партии кои што одат предесно и се популистички настроени, дури и тие што се прелево, а имаат сепак популизам и, би рекол, национализам во нивната реторика. И ние сме свесни за сето тоа. И ние треба да наоѓаме начин како сето тоа да го балансираме, а да практично спроведеме политики кои што ќе значат напредок за државата. Ценам дека единствен напредок за Македонија доди напред, не зборувам финансиски, економски, туку зборувам пред се на почитување на правото и владењето на законите, затоа што за да имате вие здраво општество и држава во која што луѓето ќе имаат доверба, а не како на оваа анкетава 246, мислам дека оценија владата, ако не се лажам, што е катастрофално. Значи, вие замислете, за 0,5% поени таа ќе немала природна оценка двојка. Во првите 100 дена, кога е природно да се очекува надежта на граѓаните да биде најголема. Значи, суштината е таа. Суштината е дека вие мора да имате владење на правото, а тоа може да го гарантира тој мониторинг при процесот на преговори кон Европската унија. Ако имате вие владење на правото, тогаш инвеститорите ќе се чувствуваат сигурни да дојдат да инвестираат, да обезбедите повеќе работни места. Тие повеќе работни места да обезбедат повеќе пари за стопанството. Со повеќе пари во стопанството ќе имате повеќе пари во буџетот за поквалитетно здравство, за поквалитетно образование, за повеќе платени земјоделци, и тоа е синџирот. Но вие морате да покажете квалитет, дека вие знаете како и дека имате капацитет тоа да го направите. Вака не може. Да се префрлиме малку на И тоа е реал политиката. Да, знаете, на правењето компромиси. Тоа е реал политиката. Инаку ако вие не правите компромиси, вие не можете да бидете дел од таа реал политика. Но видете, еве и на анкетата го кажа тоа на крај, граѓанинот како ќе прави компромис тој граѓанин кој што нема да си купи леп. Тоа го збореше. Зашто да правиме компромиси, а дома не е среден? Тој граѓанин кој што тешко живее, а такви се се повеќе, не може да прават компромиси, бидејќи тој граѓанин не се чувствува задоволен од опкружувањето и од квалитетот на својот живот. И логично е да се радикализира. И логично е. Тука треба ние како политичари да излеземе со конкретни чекори. Прашањето е следно. Дали тие чекори се навремени и дали се случуваат? Не. Одговорот е не. Нема такви чекори во 4 години и тие чекори не се случуваат. Затоа вакви граѓани ќе имаме се повеќе, кои што немаат надеж, кои што се разочарани, не живеат квалитетно, но на кое што можам да го кажам е дека пораката да се борат и да продолжат да се борат и да веруваат дека ќе дојдат некои поинакви политичари кои што знаат како и кои што ќе понудат надеж, треба да е присутна. Не смееме сите да се разочарувани. Сум имал јас можности во животот да ја градам својата иднина надворот од Македонија, сум се вратил, сум работел на универзитет, сум имал понуда од сериозен универзитет да продолжам таму да работам, сум се вратил во Македонија и од компании и така натаму, за да покажам дека можел поинако. Кога најголемиот дел од мојата генерација луѓе гледаат да не идат во армијата, јас доброволно се пријавив и ослужив воен рок, бев дел од гардиската бригада и така натаму. Кога многумина дигаа раце, јас одлучив да влезам во трката да бидам претседател на ВМРО-ДПМН и многу предизвици во животот кои што сум ги прифатил и не се каам за тоа, напротив, ценам дека во тоа што до сега сум го работел, сум бил успешен. Не гледам дека граѓаните баш ја загубиле до толку надежда со оглед, ако цениме по оваа анкета, од тоа што можеме да го слушнеме, веруваат дека ако оваа власт се смени ќе биде подобро за Македонија. Малку на актуелна политика, видовме како помина најновото со законот за ГАМА. Ваш коментар по однос со законот и дали ВМРО-ДПМН ќе преземе мерки за да се поништи тој закон? Многу едноставно. Еве, вашите гледачи ќе донесат свој заклучок. Според договорот кој што го има владата подпишано со Макпетрол, цената на овој гасовод 100% е нешто повеќе од 36 милиони евра и вели две акции, едната во вредност од нешто повеќе 18 милиони за државата евра и другата акција нешто повеќе од 18 милиони евра за Макпетрол.
Државата магично одлучува овие 18 милиони евра да ги плати со 33 милиони евра. Значи за 15 милиони евра помалку. Еве да речеме дека го купува мнозинскиот пакет, па решила да плати 10% над цената. Решила да плати 20% на цената. Но да плати, речиси, двојно на цената е ненормална работа. Дали, еве јас ке го поставам прашањето на оние кои што го гласаа вчера законот, се подготвени возило кое што го купуваат за сопствени потреби, а чини 20.000 евра, да го платат 40.000 евра. Кога ќе треба да го платат со сопствени пари. Дали телефонот кој што го користат, кој што чини 30.000 денари, се подготвени да го платат истиот тој телефон 60.000 денари. Дали потрошувачката кошница која што во месецот чини, еве да речеме 25.000 денари, се подготвени да ја платат 50.000 денари. Или пак кога станува збор за нивниот семеен буџет и парите кои што од нивниот джеп излегуваат, тогаш се добри домакини и тоа не го прават. Но кога станува збор за буџетот на сите нас, на државниот буџет, тие пари тогаш може да ги распродаваат и да ги дават. И ќе да ја потсетам македонската јавност и вашите гледачи дека ова е втор таков пример на договор. Првиот ваков е оној фамозен за ОКТА. Знаете како заврши. Ова е вториот пример каде што државата потпишува на владина седница, а истиот тој потоа доаѓа во парламент да пратениците практично го изгласат. И замислете, тоа беше се по скратена постапка, значи еден брутален атак врз правдата и потоа некој мене има право да се дрзне да ми зборува за владење на закони, за реформи, вакви или такви. Никој нема право повеќе. После ова нема никој право. Не од нашиот, нити под меѓународна зеница. Има некој право мене сега да дојде да ми рече владење на правото, реформи ќе ги поддржите. Не. Кога ќе му кажете на Зоран Заев и на оваа влада да го врати се тоа назад, затоа што ова се мои пари, ваши пари. Ова се пари од граѓаните, не се пари од фирмите на Зоран Заев. Кога овие пари ќе ги врати назад кај граѓаните и ќе отидат во ковид болницата, кај овие 20.000 ученици, кога ќе отидат во, не знам, поинаква намена кај земјоделците, кај тутунарите, тогаш може да седнат со мене и да зборуваме за владење на право. До тогаш ќе молчат. И затоа ќе го обжалиме ова и на Уставен суд, па нека му ја мислат и уставните суди, ако го потпише ова Стево Пендаровски. А познавајќи го, не ќе го потпише. А познавајќи ја власта, знаеме дека веројатно имало и некакви обиди да се притиснат пратениците на ВМРО ДПМН и на опозицијата, или можеби да добиете вие некаква, да речам, несериозна понуда да го поддржите овој закон. Имаше такви понуди? Не постојат такви работи. Читав по оние мрежи на екзибиционисти социјални дека јас сум се видел со претседателот на управен одбор на компанијата Макпетрол, дека не знам, ја прво човекот не знам како изгледа. Физички не знам како изгледа тој човек. А од ова гневот кој што го видов на вчерашното соопштение на компанијата, просто бев зачуден како тој човек може да управува со една ваква компанија и да потпише и да стои со свој подпис позади едно такво соопштение. Просто не можев да поверувам тоа што го прочитав, бев просто чудо невиден, но знаете како, јас тоа сум го кажал во минатото, ќе повторам и сега, мора човек да живее со слабостите на тие луѓе. Се надевам дека еден ден ќе се каи и ќе се срами за тоа што го напиша и што го пушти вчера во етер. Знаете, има такви луѓе кои што се обкружени со климоглавци околу нив и кои што им викаат да шефе. Дека така треба. И предпоставувам, некои такви клатиглавци околу него му рекле супер е ова, партали се ќе го направиш Христијан, ова, браво, лала ти кај ти тек. Не гледам како. Не гледам како тој не атакуваше на Христијан. Атакуваше над сите оние кои што наместо тие 15 милиони евра да спасевме некој човечки живот, ние денеска тие 15 милиони евра ќе ги дадеме во да речеме во 15 милиони евра зборам над тие 18 ќе завршат во Макпетрол. Тие 15 милиони евра ќе спасевме некој човечки живот кој за разлика од овие кои што сега предпоставувам ќе уживаат во дивидендата од тие 15 милиони евра, немаат право на новогодишна желба, бидејќи го загубија животот поради ковид пандемијата. Многумина дечиња нема да се радуваат на новогодишното пакетче бидејќи татко им останал без работа, а овие 15 милиони евра може да ја спасат неговата работа. Многумина дечиња не може да го завршат тоа полугодие бидејќи немаат соодветен компјутер и не следеа настава, затоа што ако овие 15 милиони евра завршија во образованието, овие ќе има. Овие тутунарите ќе продолжат да мрзнат на студот, бидејќи некој им ветуваше и наместо тие 15 милиони евра да завршија кај тие луѓе, не им ја платеа маката, сега ќе завршат кај некој кој што предпоставувам фино
залегнат во топол негов дом, ќе се вози во неговата лимузина и ќе дојде дома и радувајќи се на дивидендата која што ние им ја дадовме. Затоа нема владење на право. Не може по скратена постапка овие закони да се носат. Не може тоа да се прави на вака дивјачки начин. И ние да збориме за владење на право. Не може никој веќе да ми збори за владење на право. Не постои веќе таков. Имавте исцрпна борба од 2 дена, една ноќ во собранието за да се спречи овој закон. Толку се можеше процедурата во тој момент. Да, покажавте дека може и филибастеринг да искористите и да блокирате носење на закони. Тоа е времена мерка за да се покаже пркос во рамките на. Ме интересира зашто не имавте ваква борба за време на ратификувањето на договорот од Преспа. Знаете што ве прашувам? Причина можеби беше тоа што тој состав, тој парламентарен состав во тој момент не беше избран од од вас или од новиот извршен комитет, или причината беше некоја друга? Не би навлегувал јас сега составот на пратеничката група, тогашна и сегашна. Гледате и после 2 дена, а и тогаш имаше ваква борба, малку повеќе на комисија и така натаму имаше, само сме заборавиле изгледа, затоа што тогаш пред да дојде на пленарна седница беше на комисија, па потоа дојде на пленарна седница и исто вака се дискутираше од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН и тогаш за жал на начин на кој што помина таа ратификација на Преспанскиот договор, така и овој помина. Видовте вчера, ние 2 дена, толку може процедурално да го држиме кога доаѓа по скратена постапка. Тој дојде со европско знаменце, толку може. 3 дена е процедурата. Ако некој мисли дека ако ние таму не знам се степаме и почнат боксови да летаат или по 2 раце се исечат пратениците дека ќе се спречи таа работа, нема. Ако некој мисли дека сега ќе излезе и за да добие некој поен плюс и дека ќе добие некој процент на рейтинг плюс, ќе каже јас ако дојдам готово сега ќе спалиме се, не е баш така. Напротив, тој кој што тоа го зборува, директно влијае негативно на имплементацијата на тој договор. Зошто? Затоа што ги уништува шансите еден ден понатаму да се ревидира тој договор. Секој оној амбициозен циркузант во политиката, кој што денеска тврди такво нешто, треба да е свесен дека на тој начин директно ги подкопува позициите да еден ден од денеска, кој ќе се создадат услови, сето тоа се коригира. Затоа е многу важно сега да не се испушти таа шанса, затоа што ловците на адреналин во политиката, а во суштина мачиња во душата, ги загрозуваат перспективите на милиони граѓани на Македонија во земја и во странство. И македонци, но и останали. Како ќе продолжи тогаш ВМРО ДПМН да ја бие битката во собранието, ако гледаме дека останува речиси секогаш само пред цврстото мнозинство на Зоран Заев и Дуи? Ова остава трага, Александар. Не може тоа не сите закони да ги поминат по скратена постапка. Не може тоа не сите закони европско знаменце. Докажа дека можат. Господин Мицкоски докажа дека можат тие се спремни и да прескокнат процедури и да не почитуваат процедури и да гласаат со 2 раце. Па еве сега ќе ви дадам еден демант на ова и една кратка симулација. Се обидоа да спроведат онлайн седници во рамките на парламентот. Така. На тој филибастерик мисли. Во онлайн седницата во парламентот нема ниту европско знаменце, интервенцијата во деловникот, ниту пак има скратена постапка. Сега за сега не знаеме што ќе им се случува понатаму. ВМРО ДПМН во рамките на комисијата собраниска, која што е за деловнички прашања, поднесе бројни амандмани, односно илјадници амандмани, со што практично усопре носењето на делот на членот каде што се предвидени онлайн седниците кои што според нас прво се спротивни на устав. Сега некој ќе рече да, ама кога е правен уставот не постоел интернет, па не можеле тоа да го предвидат. Океј, така е, но тоа е спротивно на устав и не е точно. Вчера слушав на една емисија на национален медиум дека држави во Европа имале онлайн седници, 27 немаат, само 10 имаат. Последниот пример е швајцарскиот парламент. Но ќе ве потсетам, ако ние денеска имаме онлайн седница, ние денеска веќе забораваме дека можно е да дојде до пат на оваа тотално нефункционална и способна влада на Зоран Заев, бидејќи 62 дома ќе си седат и ќе си кликаат цело време што сакаат и како сакаат. Ако ВМРО ДПМН не е во парламентот, еве јас ќе ви кажам што ќе направат. На комисијата за деловнички прашања ќе одонесат овие 3000 амандмани, ќе ги групираат, ќе ги поминат во рок од 5 минути. Во следните 5 минути ќе закажат пленарна седница, ќе се соберат 61, ќе го поминат новиот деловник и заврши приказката.
Толку е влегува во деловник и од тој момент имаме 62 кои што не ни мора да идат во парламент, ќе си седат дома и ќе си кликаат цело време. А не ни знаеме кој клика од таа страна. Не ни знае, можда некој пиштол на глава му држат, мора да кликне или не да боже некој уценет на друг начин. Следно што ќе биде е марихуаната. Следно што ќе биде е марихуаната. И ред други такви закони. Затоа сме ние потребни натре. Да го трошиме времето, да често опонираме. Да тоа прашање ви јас ќе го поставам зашто не излегувате од парламентот. Еве ви кажав. Првото излегување ова ќе се случи. И второ, тоа ќе биде само да се зајакне за супер, оставки ќе дајте, супер, дајте или конвертираме, нови избори ќе спроведат таму. Ќе се изберат своји пратеници. И тогаш ќе има 80, не 62, 80. Тоа треба да го прави ВМРО-ДПМНЕ. Вашиот подпредседател... Како да го предаваме теренот без борба? Ние не сме екзибиционисти во политиката. ВМРО-ДПМНЕ е државотворна партија. И ќе се бориме во рамките на тоа кое што ни овозможуваат законите и демократијата. Ја ги разбирам луѓето, немојте да мислите дека не ги разбирам. Но дозволете да имаме и ние аргументи и лична проценка на политиките. Некој ќе се сложува, некој нема да се сложи. Некој ќе рече тоа е погрешно, излезете, читам нек не вика фрлете бомба со завет, тоа све таму да се... Не е така. Не е така. Ама како правило СДСМ? Да, правило СДСМ, ама 7 амбасадори држа пресконференции пред влада. Имаше причина за тоа. Ќе стигнеме до меѓународната поддршка на ВМРО-ДПМНЕ. Она што ме интересира е тука поддршката во Македонија. Вашиот подпредседател господинот Александар Николовски кај нас во емисија исто кажа дека ВМРО-ДПМНЕ преговара или има изгледи да ја превземе коалицијата на СДСМ или дел од коалицијата на СДСМ, со што би ја срушили оваа влада. Тоа е легитимно, да, точно постои, ама тоа е легитимно да ние работиме и да ги убедиме луѓето кои што се сега дел од коалицијата на СДСМ да направиме ново парламентарно мнозинство. Нема тука нешто што не е легитимно. Не реков јас дали е легитимно или не. Нормално е тоа да се бориме. Да. Точно. Кога ќе видиме дека сето тоа резултира со број на пратеници кои што даваат комфор, тогаш можеме да зборуваме и за ново парламентарно мнозинство. За сега успешна би таа борба? Па не би се навлегувал во детали, не би откривал детали, што е нормално. Ставете да природно течат тие преговори. Видовме дека повикот за... Но ја не сум како Зоран Заев, да велам имам 6 во джеп, а во суштина да плачам и да молам онлайн седници. Не можам тоа да го кажам, бидејќи кога имам навистина луѓе кои што другата страна решиле да се придружат кон ова друго парламентарно мнозинство, тогаш ќе соопштиме тоа. Така што еден по еден, два, три, така на тоа да почека. Агресивните, да речам, поагресивните настапи и поагресивните најави дека вие би повикале на бойкот на пописот доколку тоа е да се спроведе нелегитимно или без проверка, без контрола, чи нам вроди со плод, гледаме друга реторика, мислите дека ќе се спочитува тоа што го бара опозицијата? Бойкотот некогаш носи резултати, некогаш не носи бойкотот резултати. Нашиот став кој е? Вака како што е замислен пописот, а денеска во една скандалозна изјава на Зоран Заев прочитав дека тој практично има намера да ги попишува иселените лица. Тоа е неверојатно нешто што го прочита, затоа што токму тоа е причината зошто ние опонираме на вака како што е тој предвиден попис. Пописот попишува резидентно население. Сега тие викаат ова е комбиниран попис, теренско-електронски попис, и врз основа на овој теренско-електронски попис ние ќе го попишеме целокупното население во три структури. Едната ќе биде резидентно население, едното ќе биде државјани, другото ќе биде диаспори и селеници. Што ќе се случи вака како што е предвиден пописот? Еве да направиме една кратка симулација. Ќе дојде некој пред вратата ваша, ќе ви зазвони на звончето, добар ден, добар ден. Ние сме двајцата попишувачи. А така вие сте, ајде вам. И ќе има шпил од лични карти или матични броеви кои што овие ќе треба да ги внесат во компјутерот, преносниот компјутер. Кој што пак преносен компјутер ќе биде поврзан со некоја база на податоци. Таа база на податоци ќе ги вкрстува овие матични броеви со најмалку неколку бази на податоци кои што ние не ги знаеме, на неколку институции, претпоставувам Фонд за здравство, МВР, УЈП и така натаму и така натаму. Никој не знае жив денеска, сем претпоставувам Зоран Заев, кој од овие параметри практично ќе биде меродавен за да утврдиме дали граѓанинот кој што се потпишал е резидентно или не е резидент. Па велат, ако го нема во минимум 3 бази на податоци, лицето или тој матичен број, тогаш тој не е резидент, тогаш тој е
раселено лице. Ако е така, тогаш зошто предвидуваме два подписа на крај? Едниот на директорот на Заводот за статистика, предлог на СДСМ, другиот неговиот заменик, предлог на ДУИ. Тогаш да го оставиме компјутеров, сам нека генерира податоци. Зошто ни се потребни политички подписи на крај? Така е, од вкрстените бази, ако ги вкрстиме сите резултати, ќе добиеме една бројка на луѓе кои што си паралелно со ова си платиле, внимавајте, си платиле данок, си платиле здравствено, тоа не е проблем да го платат социјално, здравствено. Ама не е проблем да го платат и од Швајцарија. Тој може да го платат и од таму, тука. И тогаш ќе добиеме нереална бројка. Не може така да се плати, затоа што се знае како се плаќа и кој го плаќа, резидент кој е овдека и кој како го плаќа. Не, сам да кажам дека обидот они може да платат во приватен фонд, ако сакаат, ама тоа не е релевантна база, вајда. Тие бази ги најавија, ние се слушнавме, имавме еден разговор со директорот на Заводот за статистика, кој што ни соопшти дека впрочем покрај ФЗОМ, ПИОМ, УЈП, МВР ќе бидат проверени и вкрстени базите на податоци на сите приватни и пензиски и здравствени. Не, видете, имате приватни кои што се задолжителни. Да. Вториот столб и имате доброволни. Доброволни, третиот столб. Задолжителниот не може во Швајцарија да плати. Може да плати во приватниот. Тој не верувам дека е. Именно тоа го зборувам. Мислам тоа би било чудно, не верувам дека во приватниот, затоа што една анализа објавено пред 3-4 дена, баш околу ова се зборуваше и одговорите на директорот ги имавме таму ставено, меѓу кои што и овој. Не верувам дека е така, ако дал таков одговор, тогаш мислам дека му е погрешен тој. Но да завршиме сега темата. Ние предлагаме да има терминали за отисок на прст. Да, тоа ми беше едното прашање, дали е остварливо барањето за отисок со прст? Зошто ние тоа го бараме? Ние имаме закон во кој што следните локални избори мора да набавиме терминали каде што граѓаните место на прскање па бришење на прсти, ќе дојдат показалецот, ќе го стават на тој терминал за фингерпринт или отисок на прст, кој што треба да биде таму инсталиран и врз основа на тој отисок на прст практично ние ќе знаеме точно дали тој граѓанин е тука или не. Ако не е тука, кога овие двајца попишувачи ќе од посетат или тројца или небитно колку, тогаш ќе има можност тој да појде во рамките на општината и таму да си се потпише. Од тоа нема порелевантен показател. И денеска, за да ја побијат оваа наша теза, читам во некои портали кои што се албански портали, но силно спонзорирани од СДСМ, силно спонзорирани, сега да не го именувам кој, вели ВМРО ДПМН на овој начин сака да покаже дека имаме помалку од 20% албанци во Македонија, сакајќи на тој начин практично повторно да шири лажни вести за ВМРО ДПМН помеѓу албанците. Немаме за тоа никаква намера. Сите се согласивме политички чинители дека ова е статистичка операција. Јас сакам да знам, како идна власт утре, со што располагам во Македонија. Дали располагам со 2 милиона луѓе, дали располагам со 1,5 милиона, дали располагам со 2000 инженери или располагам со 500 инженери, дали располагам со 3000 адвокати или располагам со 1000 адвокати. Да видиме колку луѓе живеат во станови, колку во куќи. Сакам да знам точна бројка, затоа што утре ќе седнеме и ќе преговараме со некој инвеститор кој што ќе сака да дојде во Македонија да инвестира. Јас мислам дека во Полок имам 300.000 жители, а ја немам повеќе од 100, 120 или 150. Можеби мислам дека во Струмица и Струмичко имам и Радовишко 150.000 жители, а ја во суштина немам ни повеќе од 70-80.000 жители. Тоа е суштината врз основа на која ние бараме оваа статистичка операција да гарантира резултати кои што ќе бидат применливи и резултати кои што ќе бидат употребливи. Вака како што е предвидено, тие нема да бидат и ВМРО ДПМН нема да ги признае. Тие резултати нема намера да ги признае. Што би значило? Господине Мицкоски, да не ги признаете изборите од пописот, ако меѓународната заедница ги признае, тие ќе бидат официјални. Точно. Затоа постои опасност сега да повикаме ние немојте да се попишувате, настрана што има прекршувачна казна и така натаму, ви гарантирам дека дел од населението ќе го послуша тој повик и нема да се попишува, дел ќе се попише. Тоа што ќе ни се случи? На сметката на зголемиот процент на еден етникум, другиот етникум ќе падне. И тогаш веќе ние не сме мултиетничко општество. Тогаш ќе станеме многу лесно бинационална држава. Таа бинационална држава утре може да прерасне во нешто друго и заутре да порасне во нешто трето, односно воопшто да не постои. Затоа е многу важно. Многу е важно овој процес на попишување да биде спроведен така како што треба. И не смееме
буквално да си играме со оваа операција. Нели мислите дека освен обична статистичка операција, пописот ќе биде и политичка, бидејќи Двата подписа го прават да биде политичка. Да, но и од резултатите од пописот произлегуваат или Па ако излезе дека имаме 2,5 милиона жители во Македонија, не знам дали ќе ја признае меѓународна заедница. Не, сам да ви кажам, произлегуваат политички права за малцинствата кои што имаат на 20%. Не мислам тоа и не треба таа тема да се отвара. Зошто? Затоа што јас сум ги слушал политичарите релевантни кај албанците кои што рекле, и вие сте ги слушале, и јавноста ги слушала, дека практично рамковниот Охридски договор е затворена тема. Да, но ако бидат под 21% практично не им се дуваат правата од Охридскиот договор. Не, такви бројки нема да бидат, тоа јас ви го гарантирам, бидејќи ако го погледате фертилитетот на населението, такви бројки се невозможни. Тоа е уште една лажна теза на сите оние кои што сакаат да го начнат ВМРО ДПМН, а со цел да му обезбедат пренос на СДСМ и Зоран Заев. Добро, затоа сме тука да ги расчистиме. Да, тоа се оние кои што сакаат да внесат интрига во рамките на центар десно и десно гласачкото тело, да го начнат ВМРО ДПМН на сметка да му возможат пол позиција на СДСМ и Зоран Заев. Малку околу корона кризата која што ја начнавме на почетокот, но не ја дообјасним. И тоа ќе ви го докажам со бројки, погледајте ги новородените деца, ако веќе идеме со бројки, сакам и за тоа да зборуваме. Околу 30-31% се со мајка албанка, ако на тоа мислите, околу 51-52% се со мајка македонка. Така да не може тие бројки да дојдат. Ја не зборувам за бројки и проценти, тоа секоја сум говорил. Само ова се екзактни податоци, ова не е дека импровизирам. Ги имате природно движење на населението, на Заводот за статистика, излегуваат годишни извештаи, направете анализа во последните 15-20 години и ќе дојдете 1+1 е 2 во математиката, не може да биде поинако. Затоа велам, сите оние екзибиционисти кои што мислат дека на тој начин ќе спечелат процент плюс минус, прават директна услуга на Зоран Заев на сметка на прогресивните сили во ВМРО ДПМН кои што утре ќе бараат одговорност за лошите политики на Зоран Заев. Директно ја влијаат во негативна насока на позицијата на ВМРО ДПМН и на Македонија. Мене ми беше тоа прашање, дали не мислите дека од таа статистичка операција ќе произлезат и политички импликации, нема сигурно. Да, одговорот ви беше исцрпен. Околу короната малку да се вратиме, ја начнавме на почетокот. Што ќе преземете по натамошното постапување во врска со вакцинирањето и за доцнетата набавка на вакцини за населението? Па ние сме опозиција, што можеме ние да преземеме? Немаме институции, ние даваме предлози, тие ги одбиваат тие предлози. Опозицијата може да алармира, ние не можеме, ние се сеќавате кризата почна, пријателите на Македонија, премиерот на Унгарија господинот Орбан, пријателот на Македонија и премиерот на Словенија господинот Јаншо донесоа по еден авион помош дека тоа што беше скандализирано, не знам, од оваму било таму, се сеќавате кога немаше ни маски, немаше ни скафандери, луѓето воспоставивме контакт со тие луѓе, донесоа помош. За жал со вакциниве сме немоќни, гледаме како во соседството сите се вакцинираат, па макар и оние со камиончиња со виршли кај нашиот источен сосед, ама кај нас нема ни такви ни камиончиња со виршли, за жал. Ама затоа имам изјава да се легализира марихуаната. Имаше една интересна констатација на социјалните мрежи, ние можеби ќе ги добиеме виршлите од камиончето. Па, најверојатно. Руската амбасада изјавија дека Заев одбил руски вакцини. Што мислите, требало да ги одбие или требало да ги прифати? Ја мислам дека секоја помош која што требало да се прифати и да се обезбедат час поскоро. Ако е тоа точно, тогаш тие направиле сериозно би рекол злодело и недело. Дали може би оно што го изјавивте на митинг дека нема да сега го предмалку го зборувате, но да ми Инаку чисто за една илустрација, да ви кажам, мојата сопруга има братучетка која што работи со незиниот сопруг во Готинген, тоа е на Универзитетот Макс Планк, сериозен институт во Германија. И таа пред некој ден се разговаравме по телефон, кажа дека ако веќе ние ги анатемизираме руските вакцини, кажа дека и во Германија луѓето ги користат руските вакцини. Ако тоа нешто вака нешто значи. Не, па сепак се работи за здравје, не се работи. И се проверени и се имаат добиена дозвола, значи самата Германија ги користи Европската унија тие вакцини, така што ако нашиве се плашеле од руските вакцини, од друга страна
не им е страв да извезуваат земјоделски производи кои што се или конзервирани производи земјоделски од компаниите на заеви во Русија, тогаш тоа е лицемерие. Затоа што сега станува збор за здравјето на граѓаните, тука нема политика. Мене ми е важно ако јас сакам да се вакцинирам. Има луѓе што не сака да се вакцинираат, во ред одлучил да не се вакцинира и не можеме ние сега да се лутиме. Имаме луѓе кои што сака да се вакцинираат и луѓе кои што не сакаат. Но политичко е прашањето дали за овие што сакаат вие сте обезбедиле се што треба за да тие добијат вакцина. Па дали таа била руска, америчка, германска, македонска, не знам, кинеска, индонезиска, вие треба да обезбедите. Чим СЗО, чим Европска унија, тие истите ги регистрирала, не ја гледам причината зашто ако е точно тоа дека тактизирале и дека направиле, би рекол, таков пропуст. Да, но факт е еден дека читав изјава од министерот Филипче дека април месец ќе стигнале вакцините, читај мај, јуни, кога најверојатно ќе стекнеме во голема мера колективен имунитет. И навистина ми е криво денеска кога гледам како сите се вакцинираат, а ние кршиме прсти. И за иронијата да биде поголема, тие одбиле понуда од Руската Федерација, Ковакс системот доделил повторно на Македонија руски вакцини. Предместена цензура, бевме сведоци пред некои 2 недели, 3 недели дека бевте брутално цензуриран на телевизијата која што сега доби 33 милиони евра на Телма. Не доби телевизијата, доби компанијата собственик на телевизијата. Станувате сериозна мета на лажни вести, на фейк ньюс. Зашто мислите дека сте главна мета на власт? Континуирано, повеќе од 3 години, веќе 4-та година од како сум претседател, сум нападнат од внатре, од некои структури од минатото, кои што сега се силно уценети од страна на СДСМ и Зоран Заев. Може да ги именувате тие структури? Па ги знае јавноста сега, да не ги именувам. Не сме ги споменале во многу наврати во минатото и нема што сега дополнително да ги споменам. Од самата власт, но и од други центри на моќ. И упорно се обидуваат мене да ме девалвираат капацитетите ако јас сум толку небитен. И ако јас како претседател сум лош политичар, незначителен и така натаму. Зошто толкав атак и толкава омраза врз мене? Па погледајте ги ботовите од СДСМ, точно знаеме кои се, како ме атакуваат. Погледајте ги медиумите кои што се блиски до СДСМ и до власта, како ме атакуваат. Погледајте ги медиумите кои што се блиски до тие поранешни силно уценети структури на ВМРО ДПМН кои што силно ме атакуваат, навредуваат и практично имаат за цел да ме, ако сум јас толку небитен, па нема подобро за Зоран Заев од тоа јас да го водам ВМРО ДПМН. Зошто тогаш да ме атакува волку силно, да ме цензурира, да не дозволува. Сосема е спротивна работата, Александар. Видете, они се исплашени, затоа што знаат, како што самиот Зоран Заев во една прилика кажа, со овој не можеш да договориш. Нема договор за криминалот. И знаат дека се додека постои опасноста од мене, дека еден ден ќе мора да се соочат со сето на кој што го правеа, тие ова ќе го прават. И тука нема дилема. Кажете ми во овие 30 години вака брутално нападнат политичар. Еве, кажете ми во овие 30 години дали постои вака брутално нападнат политичар? Не постои. Прв пат во историјата во овие 30 години лидер на опозиција нема обезбедување, овластено со овластување немам, ми го одзема. Предмет сум на секојдневни закани за живот со мој и на моето семејство. Они оцениле дека нема потреба од тоа. Шират лажни вести, ме цензурираат, сакаат да ме омаловажат, девалвираат и така натаму. И тоа не им успева. Тоа значи дека сме на добриот пат. И така треба да продолжиме. За жал постојат циркузанти кои што им помагаат, мислејќи дека им одмагаат. Освен вие како лидер на политичка партија, морам да јас да ви се пожалам во името на новинарите кои што се критични кон оваа власт и ние сме и предмет и на закани, и предмет на судски постапки, и на тужби. Имавме колега кој што беше нападнат, натепан, тоа е колегата Љупче Златев. Јас сум осуден на 6 месеци затворска казна, имам уште 20 колеги кои што постојано тоа е Горан Омировски и Драган, кои што постојано се повикувани на распити, во обвинителства и слично. Алфа е под некаква истрага за некои црни пари. Многу медиуми кои што се опозицијски настроени се под истраги. Како гледате вие на овие работи? Скандалозно е тоа. Тоа е скандалозно кое што се случува, новинари да бидат тепани, новинари да бидат судени, новинари да бидат гонети. Мене не ми се случило
иако има еден поранешен ли новинар, сегашен ли новинар, колумниста или што и да е, кој што континуирано ми го симулира мојот погреб, да речеме. Ваков ки изгледал, таков ки изгледал и така натаму. Па не, реков, со имења не сакам да зборувам. И тоа не е говор на омраза, тоа не е за нашето МВР предводено од Оливер Спасовски, тоа не е говор на омраза. Никој денеска, еве да речеме, не поведе сметка после онај исказ од обвинителство дека јас всушност не сум ги прекршил мерките и не сум бил во теретана. Како тоа најна се појавија ракавици на луѓето кои што беа тога со мене, како излезе таа снимка од теретаната на крајот од денот, зошто МВР не поведе истрага, како таа снимка дојде во рацете на тие луѓе кои што ја пуштија таа снимка. Точно сите знаеме кој стои позади профилот на Твитер кој што ја објави прв таа снимка. Ако не знаете, нека го прашаат генералниот секретар Љупче Николовски, он знае, со адреса и за неговата сопруга и за сопругот нејзин, кој е тој кој што ја објави таа снимка. Знаеме и ние, и треба да знае дека знаеме кој е тој. Зошто не МВР не излезе да каже како таа снимка стигнала таму, зошто се ставени тие ракавици и на крајот од денот, кога обвинителство вели дека 6 месеци е истражуван тој период, такво нешто не е забележано, некој треба да одговара. А зашто вие не објавите кој стои зад ова, па обвинителството под допрен глас да отвори истрага? Па јас не сум истражен орган. Еве, јас... Но имате информација, веројатно што да еве, точно знае Љупче Николовски кој стои позади тој Твитер профил, точно знае, кој стои позади тие неколку веб портали кои што истиот сопственик на тој Твитер профил на ваков или наков начин ги администрира, еве нека го прашаат како дојде тој до таа снимка. И кој му ја даде таа фалс снимка? И зошто никој не поведе истрага за тоа? Нема. Не може да има право никој да ми зборува за правда и владење на закони, додека овие работи не се искристализираат и не се расчистат. Не постои такво нешто. Додека не дознаеме кој ги снимало обвинителите и судиите, како што велеше Оливер Спасовски. Додека не знаеме кој ги изнесе тие половина тон марихуана кој што исчезна од Валандо. Да, чудно тоа. Бидејќи така кажа он половина тон, тоа не е игла во сено, па да не знаеме како. Да, тројца луѓе докрадат 2 тона, мене тоа. Неверојатна работа. Неверојатно, мислам, тоа се работи кои што денеска некој ни ги продава како нормални, а од друга страна ни вели реформи во правосудството, владење на... Нема некој право тоа веќе да го збори. Од кај сака нека дојде, од кај сака нека биде согласен. Прво да ги расчистиме овие случаи. Од кога ова ќе го расчистиме, тогаш можеме да седнеме да зборуваме за владење на право, за реформи во правосудството и така натаму. На еден митинг сега во предизборната кампања рековте дека нема да дозволите ниту еден административец или политичар од Брисел да ви се јави и да ви ургира за било кого доколку биде пронајден за виновен и биде апсен. Апсолутно. Стоите на тоа? Апсолутно, апсолутно. А имало повици до сега некого да од Брисел, мислам, некого да спасува? Немало до сега, но сакам да кажам дека не постои веќе пардон за било кој да може да има таков кредит кон мене, да се јави за било кој од овие кои што денеска се заплеткани сериозно во криминал. Околу реториката уште малку ќе ја задржам и околу вестите, многу ми ви замеруваат дека сте млаки во јавноста, дека немате доволно агресивна реторика, дека немате доволно агресивни активности, освен протестите со автомобили за кои што многу ми ви замерија, протестиравте за струја, а видовте дека на протестот за Гоце Делчев имавте драстично поголема поддршка. Зашто е тоа така? Па ние организиравме протести целиот овој период. И ако се завртите во минатото, јас не знам кој председател на ВМРО ДПМН организирал повеќе протести од мене. Некам да зборам во прво лице нинам, но бидејќи прашањето е кон мене, морам да одговорам во таа форма. Да. Ајде да видиме какви беа протестите од 90 до 98. Колку протести имаше и како беа организирани. Ајде да видиме какви беа протестите 2002-2006. Јас имам повеќе од 150 јавни настапи. Повеќе од 150 јавни настапи во овие 3 години од како сум председател на ВМРО ДПМН. И за кога беше тогаш против Преспанскиот договор, и за сега кога зборувавме за договорот со Гоце Делчев и за односно за договорот со Бугарија, анексот и така натаму, и за други протести, настани и така натаму и така натаму. 2 пати организираме по 30.000 луѓе пред владата протести во овој период од овие 3 години. Замислете, ние сме партија која што има неколку илјади луѓе кои што се под политички прогон
Имаме неколку десетици илјади луѓе кои што се предмет на мобинг од оваа власт, разместени и така натаму. Еве, еден од членовите на кабинетот на техничкиот министер Наке Чулев доби решение да биде распределен во Куманово. Човекот е резидент во Скопје, во Куманово оди на работа. И тоа е реваншизам или не е реваншизам? Што е тоа? Па сега видете, со блокиран имот, со ова све што го кажувам, ние имам јас повеќе од 150 настапи. Го споменавте протестот. Инаку да ќе протестираме и за струјата, затоа што тоа е она кое што е социјална тема и кое што има граѓани кои што бидејќи ВМРО Народна партија очекува поддршка од ВМРО. Да ќе протестираме и за образованието и образовните реформи кои што се погрешни, и за здравството кој што убива, ќе протестираме и за воздухот кои што велеа дека ќе го прочистат, кои ќе дојдат на власт. Господин Мицкоски дека треба да протестирате за социјални теми, но тајмингот во тој момент се случуваше анекс на договорот на со Бугарија. Не се случуваше, не е точно. Во тој момент не се случуваше. Кога првиот момент се појави темата дека се преговара за нов анекс договор. Во тоа време, да бидам уште попрецизен, не беше споменат анекс договорот, туку се отвори тема како Гоце Делчев, ние направивме протест. Ние бевме тие кои што рековме луѓе, МНР Бугарија бара на МНР Македонија анекс на договорот. Ме направија дека ширам лажни вести, дека не е точно, видовме дека е тоа точно. Да. И на крајот од денот, секој оној кој што сака да протести. Која друга политичка партија повика на протести? Која организираше протести и блокади? Па не видовме неколку политички партии кои што излегоа по повод интервјуто на Бъгнеско, има 30 луѓе. Нема тоа, нема ништо тоа, нема. Ние мораме да ги гледаме работите реално, не можеме ние да фантазираме. И мора врз основа на тоа реално гледање на работите ние да превземаме чекори политики. Ја може сакам многу работи, но дозволете ми врз основа на овие информации кои што ги имам да направиме една проценка што е најдобро. Инаку сите ние можеме да сакаме да биде вака или така. Но за жал не се секогаш работите на пазар онака како што дома ќе ги замислите. Да. Рековте и не зависат од вас некогаш. Околу протестите ќе се задржам уште малку. Рековте дека 27 април е жестоко политички монтиран процес. Мислите дека баш таа политичка монтировка за 27 април беше замислена баш поради тоа да се спречи било каков понатамошен активизам и да се внесе страв кај граѓаните од протестирање? Видете, јас сум го кажал мојот став по тоа прашање, дека жалам на тоа што им се случуваше на тие луѓе внатре кои што беа жртви на насилство и тоа не сме никогаш да се повтори. И тука немам никаква дилема. Но фактот она што го кажа ој, како се вика, последниот вештото лице, дека изјавата дадена од сведокот тој и тој, во суштина не е точна, бидејќи сведокот кој што даде изјава дека во тој момент се наоѓа во седишното на ВМРО ДПМН, впрочем не бил таму. Ако тоа не е монтиран политички случај, што е? Еве, јас бев сведок. Тогаш член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, државен функционер, советник на премиер, денеска председател на најголемата политичка партија, обвинителката ми постави едно прашање. Дали тоа што бевте пред вратите на собранието значи дека сакавте да влезете? Тоа беше испитувањето нејзино. Зошто не направи посериозно, потемелно испитување, ако она мислеше дека ова нешто повеќе од тоа што јас го зборувам, а тоа е политичка монтировка. Таму има невини луѓе кои што лежат во затвор. Ја не можам да се смирам ако невини луѓе лежат во затвор. Па на крајот од денот и самата најголема жртва во сето тоа, господинот Зијадин Села рече дека има таму невини луѓе кои што лежат во затвор. Самиот тој го каже тоа. И на крајот од денот да сумирам, и го кажав тоа во изјавата пред судот, ако не знаете кој го осмислил, кој го реализирал сето тоа, видете на крајот од денот кој добија, кој загуби. ВМРО ДПМН жестоко загуби коалицијата која што ја предводеше. После тој ден веќе не беше ништо исто, а тој кој што направи влада за еден месец од тој ден, односно на 1 јуни, ако не се лажам, 31 мај, е Зоран Заев. Ако не знаете кој го осмислил и реализирал, видете кој најмногу добил, а кој најмногу изгубил. И ќе ви станат јасни одговори на многу прашања. Обвинителката ве прашала, мала ќе направам дигресија, обвинителката ве прашала
Сакавте ли да влезете во собранието? Мислам дека одговоривте негативно со тоа што бевте шпицен кандидат. Која беше логиката? Не, нема врска тоа дали сум бил шпицен кандидат или не шпицен кандидат. Околу одлуката за шпицен кандидат. Јас и до ден денеска тврдам дека е потребно да имаме кандидат за мандатар на влада и ценам дека тоа е исправна позиција и ценам дека на тој начин граѓаните ќе може да споредуваат помеѓу личности и политичка понуда. И тука немам никаква дилема дека треба тоа да се практикува како пракса, но за жал во моментот не најдов на согласност од страна на тогаш владеачката партија СДСМ и останатите и некако беше, би рекол, на ѓон прифатен тој предлог. Јас уште стоам дека тоа треба така да биде. Би прифатиле некаков нов договор со Бугарија или би го поништили договорот? Ваков како што е договорот, ако продолжат од другата страна да го користат, тоест да го злоупотребуваат, тогаш не ја гледам суштината на тој договор. Не гледам што тој договор донесе за нас како држава. Навистина не гледам. Ако ние преговараме за идентитетот, ако преговараме за тоа да се договориме дека немаме наша национална антропологија како народ, дека немаме антропологија на јазик, дека немаме корен, дека треба да признаеме дека не сме биле окупирани, дека тука не биле фашисти и така натаму сега да не редам сето, тотош не ја гледам суштината на тој договор. И затоа велам само политичка аналфабета можеше да прифати да резултатот од преговорите со помеѓу историчарите биде еден вид средство за напредок на државата кон Европската унија. Последните информации од таму се дека Бојко Борисов кажувал ако ги добиеме изборите, после тоа ќе седнеме, ќе се договориме и ќе добие Македонија датум. Ако навистина е тоа целта, да сега практично не се збори за криминалот, корупцијата, злоупотребата на европските фондови во Бугарија, а ние како држава и како народ трпиме поради тоа, тогаш наистина овој народ не треба да им го заборави на овие политичари кај нашиот источен состав. Изборите во Бугарија се во март. Март, април, не знам кога беа таму. До март планирате некако политичко делување против насилното спроведување? Гледаме дека насила се подготвени да спроведат или да ги имплементираат овие барања на Бугарија? Ама апсолутно, ние секојдневно делуваме. Сега периодов е можеби таков како што е, за да действуваме, би рекол, со ограничени капацитети, но не само ние, ова не е тема за ВМРО ДПМН, е само ексклузивна. Јас ги повикувам сите граѓани да излезат и да се приклучат, затоа што ако сега ја отвориме Пандорината кутија и потпишеме нешто што не треба да го потпишеме, тогаш чуму ни после држава. Тогаш нема потреба од сето тоа. Ако се обезличиме. Многу граѓани како ќе го вратиме? Како потоа повторно ќе биде како ќе го вратиме? Сега ние имаме стекнато право, некој сака тоа право да ни го одземе. Како јас сега да кажам дека баба ми и дедо ми не биле македонци, едниот родител би бил македонец, другиот не бил, а јас сум македонец. Како можам сега тоа да го кажам? И за тоа да преговарам. Тоа е лудо. Многумина граѓани, а и јавноста, особено помеѓу новинарите, постои едно прашање на кое што јас чекам конкретен одговор. Ако дојдете на власт, имате план за поништување на овие договори, на овие штетни договори, договорот со Бугарија и со Преспанскиот договор? Јас сум го кажал мојот став по ова прашање и за договорот со Бугарија и за Преспанскиот договор. Зборуваме за поништување на договорите. Вие можете да ги поништите, нема никаков проблем. Ке седнете и ќе ги поништите тие договори, ќе имате таму колку што треба во парламентот. Тоа треба да се репреговара. Не да се репреговара, понатаму треба да ги видите кои се консеквенците. Кои се консеквенците за народот и за државата? Еве јас ви кажувам, ако договорот со Бугарија е ваков како што е, и ако се бара од нивна страна се преговара за ова што денеска се преговара, немам намера да преговарам и има таму тој договор важност една година, ако не се лажам, веднаш може да се напушти да се преговара нов договор. Кога станува збор за договорот со Преспа, тоа е меѓународен договор и секој оник ратификуван со уставни измени така натаму, имаше еден политичар во вашава емисија дека тврдеше ќе го поништа со 61 и така. Еве му 44 има од ВМРО ДПМН, нека го поништи утре. Утре ги има 44 од ВМРО ДПМН. Ај нека го поништи договор. Еве, одма. Не до 67. Ке дојдеме до 67. Еве нека го поништи, ајде да видиме. Нека води тој да го поништи, ќе го поддржиме. Ама ако не го поништи, да излезе и да се извини. Да излезе и да се извини. Дека го лаже народот. Дека го лаже народот. Јас не сум од тие лажливи политичари, но да,
се ќе сторам негативните последици од тој договор, да ги анулирам и да, еден ден ќе оставиме таа можност тој договор да се поништи. Не да го лажеме народот. Не за да добиеме некој поен плюс и да ја зголемиме нашата плата од 45 на 75.000. Ова е историја и ова е стратегија. Ајде да му ги. Ние ќе му ги дајме. Ајде нека го поништи. Отворена понуда. Ајде нека го поништи да ги. Предпоставувам зборувате за Димитар Апасиев, тој беше единствен. Не знам, еден беше тука во вашата емисија и кажуваше ќе го поништи. Ајде нека ги поништи. Тој беше единствен политичар. Еве ги има од ВМРО 42 пратеника, ајде нека го поништи. Кој што кажа дека има план за поништување, тој беше единствениот, па затоа и оттаму влечам аналогија дека мислите на него. Еве, отворена понуда. Такви потези не се прават без стратегија и јасен план. Да, точно ќе направиме план и стратегија, сите последици штетни кои што се од овие договори, а да не му наштетиме на македонскиот народ и граѓаните на Македонија, ги анулираме. Се ќе направиме. Кажавте дека постои договор помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов, договори имаше еден друг политичар дека во емисија кој што господин Стефчо Екимовски кој што кажа дека Бојко изјавил аз сам платил, тој го цитираше. Што бил? Аз сам платил за ова што се случува. Ќе го потврдите Стефчо Екимовски, платил Бојко кај Заев нешто? Таа информација јас имам, да, така од него е кажана таа информација. Дали е така не знам, треба тој да каже, треба Заев да каже, но тоа е периодот кога овој беше во опозиција и кога беше подготвен на се само за да дојде да биде премиер. Бојко го платил Заев во време на опозиција. Па он платил за ова. Што било ветувањето? Па сето ова што денеска го гледате на маса за кое што Зоран Заев преговара, сето она што го изјави за тој бугарски медиум, сето тоа било дел од тој договор. Но имаше и некои понуди кои што не, настрана овие комерцијални работи, рудници, телекоми, банки, тоа ќе отрнам. Тоа ми беше прашањето околу комерцијални. Не, тоа е веќе друга работа. Ве демантираше некој. Ама не сакам, јас сум политичар, не сакам сега да зборувам за такви работи. Тоа се работи кои што се кажани. Да, рудник, банка, телеком оператор, железница и така натаму. Јас зборувам за она што е политичка тема и која што на мене и на мојот народ ни носи негативни импликации. Тоа е она кое што не можам да го прифатам и тоа е она кое што, како што вие викате, платил тој за да денеска некој седне на маса и преговара со него. И затоа е подпишан тој договор веднаш со формирањето на владата на Зоран Заев, еден или два месеца потоа. На 28 декември или така нешто беше веќе подпишан. Сега му понудивте на Димитар Апасиев, односно на тој политичар што беше кај нас на емисија, му понудите 42 пратеника за да го спроведе нешто. 40 се ВМРО и 4 се од коалицијата, еве ги 44 пратеника, нека го поништи. 44 да го поништи договорот и од тука ми произлегува и следното прашање. Може ли е силен опозицијски фронт, повикување на обединување и дали на наредните избори би си подале рака со идеолошки, да речам, несродни сработи? Па да, јас веднаш кога ја повикував цело време на обединување на опозицијата и ќе продолжам да повикувам на обединување на опозицијата, што не гледам друг начин освен да се расшири фронтот и окрупни против Зоран Заев, затоа што ќе има повторно пари, ќе има подкупи, картички, 5-ти, 6-ти пакет, притисоци, суди, обвинители, работни места, закани, уцени, секи има. Ако мислиме дека ќе го снема тоа на следните избори, секи има. Сакаме и покрај нашите концептуални разлики да се помириме или не сакаме? Сакаме. Да го поразиме ова зло, па после тоа внатрешно да гледаме како ќе работиме? Сакаме. Еве, ќе ви кажам, дента кога ја прочитав, 2 месеца откако прв го појавив повикот за средба, дента кога ја прочитав, го побарав господинот Апасиев. Нели имаше на Фејсбук. Го побарав да се видиме каде сака, кај нас, на јавно место, кај нив, каде сака кафе да испиеме. Ми рече дека не може, е зафатен со подготвување амандмани тогаш за онлайн седницата, другиот ден го видов како пие кафе со Стојанче Ангелов. За мене немаше, еве, јас сум ВМРО, нели имаме ние 44, он има 2 пратени. 44 кога, еве, побар. Еве, до денеска чекам и рече ке те побарам, еве, од тогаш помина месец и по мене нема побарам. Еве, повторно во вашата емисија, повторно го реактивирам моето барање, ајде да седнеме сите, да се договориме и да го поразиме овој. За доброто на Македонија зборувам. За доброто и за единината на Македонија. Еве, тогаш ме одби, еве, уште чекам, рече ке те побарам, помина од тогаш месец и по 2. Нема има побарам. Антикорупцијска платформа е она што ја прифаќаат речиси сите во опозицијата, би ја предводеле таквата Тоа е целта. Тоа е целта, затоа ја реков, суштината на оваа држава е да има владење на правото.
Ако има владење на правото, ќе повторам уште еднаш, како феланецот, ќе има повеќе инвестиции, домашни и странски, ќе има повеќе работа, ќе ни се вратат децата. Со повеќе пари во буџетот ќе имаме повеќе инвестиции во здравството, во образованието, за земјоделците, поисоки пензии. И тогаш побрзо ќе стигнеме со тие реформи во рамките на Европската унија. И тогаш можеме да зборуваме за се тоа што го зборуваме. И за преспа, и за добрососедство, и за све. Вака, ние сме најмали во регионот. Треба да ни е тоа јасно. Ние како најмали во регионот не можеме да даваме залудни жртви, а на крај да ја губиме војната. Треба мудро и паметно да направиме стратегија за да ја оствариме целта, а при тоа со минимум жртви. Тоа е стратешката определа. Ако правиме циркузантски акции, акробации, само ги загрозуваме позициите и на македонскиот народ, и на македонската држава. Затоа е важно да се окрупниме за да победиме и да покажеме дека можело поинаку. Дека можело да има владење на право, наместо да коленичат обвинители и суди пред кабинети на премиери, да нема никаков контакт помеѓу обвинителите и судиите со кабинетот на премиерот. Да нема влијанија, да нема бизниси, да нема тендери, да нема провизии, да нема рекети, да нема торби, Витон или оној директорон како беше на фондот за здравство што исчезна, не знаеме дали одржава Ден Дончев, како ставаше пари во куферчето. Никому ништо, погледате што се случува. Исчезнуваат. Зошто не поведовте на пример една кампања за действувањето на обвинителството, односно за недействувањето на обвинителството по однос на Ден Дончев? Како не поведовме, имавме серија пресконференции и јавни настапи. Јас сум имал, колегите од партијата имале, како не, сме повеле. Но тој момент беше технички министер Наке Чулев. Или не можеше да направи повеќе од тоа што направи? Не, тоа не беше во негово време, тоа беше пред него, мислам, или тука на почетоците беше. На почетоците беше, но Наке Чулев беше технички. Обвинителството тоа требаше, нели беше на распит таму. Што може да направи Наке Чулев? Што може да направи Наке Чулев? Околу еден друг криминал. Тие тези дека Наке Чулев ќе апсел, па требало да покажеме вака, требало така, тоа немојте. Тие се тези на луѓе кои што не биле дел од процесот. Не е тоа така. Наке Чулев носеше решенија за распределување на началници, вечерта на влада му ги поништува истите решенија. Што впрочем го правеа и претходната техничка влада, која Спасовски беше министер технички за внатрешни работи. Тоа дека требало да влезе и да апси, тоа се приказки за мали деца. Со 15 луѓе, од кои што неколку се стручни луѓе за работите кои што ги работат, Наке Чулев направи повеќе од максимум. И треба секоја чест да бе на господин Чулев, на Наке Чулев, што успеа во едно време, невреме, да спроведе колку толку ред во државата и да имаме едно нормално функционирање на институцијата. Да, имаше тогаш по Наке Чулев една кампања дека не се грижил за коронавирусот, дека не ги спречувал забавите и слично, но тоа беше една интензивна кампања, па кога се сменија работите, кога Наке Чулев му заврши практично мандатот, престана. Ама вие што може? А имаше зголемување на случаите на заразени, но немаше реторика дека министерот. Ама тоа е СДСМ, тие нема вие да видите нив некоја фабрика, избегај тие инвестиции што беа. Вие немате да видите некој автопат, некој пат, некоја канализација, водовод или не знам нешто. Како не, нас не убедува новинарите дека имало 750 км изградени и дека имало 11 пати поголеми странски инвестиции. Каде, не знам. Па најверојатно во нивниот замислен свет. Околу криминалот, господин Мицковски, имаше уште една ситуација која се случи оваа година, која што беше наистина шокантна и повторно се случи во мандат на СДСМ, да пропадне уште една банка. Евростандард банката практично сопственикот на Евростандард банка кажа дека една од главните причини за пропаѓањето на банката е замешателството на струмички фирми блиски до премиерот Зоран Заев. Имате вие некоја информација околу тоа плюс? Сето тоа кое што го имавме како партија на располагање, како информација го кажавме во јавноста. Мислам дека тоа го кажа и штедачите, не само и тие кои што се жртви практично на тој банкрот на таа банка, но прашањето е зошто до ден денеска обвинителството молчи? И еве, ја користам оваа прилика вие како човек кој што сте дел од медиумите, да го поставите прашањето на како се викаше онаа обвинителката, не Вилма, него Ивана Трајчева. Што се случи со предметот Феникс?
Поставете го тоа прашање кој ќе сретнете и Вилма Русковска и Ивана Трајчева. Колку за појаснување за гледачите што е предметот Феникс? Па ќе ви откријат они. Се надевам дека ќе бидат доблесни, ќе ви откријат што се случи со предметот Феникс. Добро. Вие сте дел од медиумите, претпоставувам ќе ви дадат одговор. Околу рекетот не поразговаравме во ниту еден момент, но во тој предмет можеби ќе најдете индици како и зашто завршиле парите таму кај што завршиле. Во Феникс? Да. Околу рекет ќе го поставиме прашањето, нотирано е прашање. А околу предметот рекет не зборевме воопшто. Од она што излезе, ви слушнавме дека како Бојан Јовановски во судот кажува дека рекетираните пари ќе ги најдете кај Вици Зоран Заеви, па скокнал на полицајецот да го спречува да збори. Ќе ги најдеме таму парите? Имате некоја информација? Па немам јас. Повеќе од јавноста? Немам јас такви информации каде ќе ги најдете. Претпоставувам учесникот во тој случај има повеќе информации од мене. Лицето кој што го споменавте јавно во судница кажа дека рекетираните пари барајте ги кај тој и тој. И тоа не беше доволна индиција, тој исказ на ова лице за обвинителството, барем да ги повика, да дадат исказ ако ништо друго. Туку едноставно што велите вие срипаат двајца од Министерството за внатрешни работи и го замолчаа лицето кој што го споменавте. Зборувавме малку околу Наки Чулев и укинувањето на неговите решенија за поставување на началници, а сега гледаме оглас за 600 полицајци да се вработат. Партизација или? Па тоа е континуирана партизација на сите институции. Како би функционирале? Ние на овие избори сретнавме, да речеме, во еден град во Западна Македонија, каде што вкупно има не повеќе од 50 полицајци, повеќе од 200 ветувања за полицајци дека ќе бидат примени во тој град. Вие имате масовни ветувања, масовни лаги и нормално е дека дел од тие ќе мора да ги исполнат, инаку работава создава немир. Мислите дека тие лажни ветувања им донесоа победа на избори? Па, апсолутно. Не им донесоа победа на избори, им донесоа тоа што ги украдоа. И тоа не може мене никој да ме убеди дека тоа не е така. И за тоа зборувавме на почетокот на емисијата. Но овие лажни ветувања кај одредени луѓе создава и крита надеж. И сега кај дел од тие луѓе треба да ги исполнат тие ветувања. И затоа денеска 600 полицајци, утре 200, не знам, копачи во Рекбитола, заутре чистачи на автопат ќе имаме уште 700, пожарникари ќе имаме 300 и така натаму. Тоа се ветувањата кои што се класичен фолклор за Зоран Заев. Појдете во комуналното во Струмица, видете колку има вработено. Пред да се префрлиме на внатрепартиските прашања, уште едно прашање, како е вашиот коментар и вашето размислување околу оваа најавена така наречена реформа во образованието, во кој што се предвидува историјата, географијата, физиката, тоа се да биде ставено во еден општ предмет? Па ќе кажам вака општо, нема да навлегувам во детали, бидејќи уште ги проучувам деталите, затоа што сакам да излезам, бидејќи сум претседател на ВМРО ДПМН, но пред се сум исто така и педагог, професор. Така сакам да, кога ќе излезам, тоа што ќе кажам да има и суштина, не само да го кажам и да сега поминам кроз таа тема. Ценам дека ваков тип на реформа каква што се нуди, апсолутно е непотребна, мислам дека е погрешна, па дури и да имаат честни намери. Ја не верувам во тезата дека се спојува историјата со географијата за да се удоволи на Бугарија. Зошто? Затоа што и таа историја таму, која ќе дојде до 18, 19 и 20 век, повторно ќе мора да спомене за Гоце Делчев, за ВМРО, за Илинденското восстание и така натаму, па дури и фузионирана со географија и така натаму. И тогаш повторно ние мора да дадеме одговор на суштинските прашања, што значи дека ние никогаш, ако е прашањето договор за историските настани помеѓу овие комисии, не можеме тоа да го бајпасираме со една ваква реформа. Ја не верувам дека е тоа целта, бидејќи и во таа реформа повторно ќе останат овие прашања одговори. На нив им треба договор помеѓу историските комисии. Нив не им треба ваков бајпас и ваква акробација. Јас зборувам дали генерации ќе бидат осакатени со незнаење. Погледете на ПИЗА ранглистата кај сме. Погледете на Шангај високото образование кај сме. Ние немаме универзитет во првите 3 години. Погледете ги сите тие настани ќе ви стане јасно. Еве јас ви кажувам дека оваа реформа нема да даде одговор
кој што ќе значи зголемување на квалитетот на образованието. И не ќе се да бидам сватен дека априори сме против нешто што навистина вреди. Затоа, еве во детали, после новогодишните празници, јас лично ќе напишам една колумна зошто оваа реформа вака како што е замислена, мислам дека е штетна. Средошколците ги слушавме дека се бунат, не сакаат државна матура. Имате околу тоа решение или ветување или мислите дека треба да остане? Дека нас не е потребно квалитетно образование, ни е потребно квалитетно образование. Но прашањето е дали тоа квалитетно образование треба на ваков начин да го направиме или на поинаков начин. Нашата замисла беше поинаква и таа е дел од нашата изборна програма. Инаку реформата нивна не предвидува зафат во средната школа, средношколските училишта, средните школи, пардон. Туку повторно во основното каде што веќе имаме Кембридж програма, која што ја прифатија. Нели претходно ја негира, па после ја прифатија, пари се потрошени за таа Кембридж програма. И сега ние повторно велиме не ќе го реформираме основното образование. Ако ги видите диспозицијата на парите кои што се земаат за кредит, од кредит ќе видите дека станува збор за најголемиот дел обуки, семинари, конгреси и така натаму. Суштински нема ништо. Ако ние сакаме да го реформираме образованието, треба да почнеме од претшколската возраст. Па да тргнеме наваму. И тоа го предвидовме ние во нашата програма. Ако сакаме да имаме конкурентно образование, ако сакаме да имаме образование кое што понатаму ќе генерира навистина знаење, тоа што треба да почнеме од претшкол. И тоа е процес. И тој процес не може ние секој 4 години да го менуваме. Тоа е процес кој што е предмет на стратегија и процес кој што ќе трае. И ќе трае можда 8, 10, 12 години. И ние треба да сме свесни дека ова кое што сега се прави адхок само дополнително ќе ги осакати нашите дечиња за жал. Господин Мицкоски реков ќе преминеме на внатре-партиските теми, но уште едно прашање ми текнува малку пинг-понг сега околу темиве. Не знам дали знаете за информацијата на влада дека 35 милиони евра ќе бидат распределени на сите општини во Република Македонија за спроведување. Тоа е подкупот почна. Подкупот почна, но вака, тие пари се од обештетувањето кое што ТАВ го плаќа на државата поради неиспорачувањето на договореното на тендер за изградувањето на карго-аеродромот во Штип. Но обештетувањето треба да биде 69 милиони евра, а не 35 милиони евра. 25 милиони евра се отпишани од страна на владата. Па тоа е уште еден обид за основано сомневање за сторен криминал. Тоа е. Не можеме што да кажеме друго. Повторно ќе ви кажам, ако вие мислите дека... Стимале вие средба со некој представник на ТАВ? Може ли? Не сум имал него. Не ова дали сум имал јас средба или Зоран Заев имал или немал. Суштината е дека почнате подкупот за локалните избори. Тоа е суштината. Дали сме имали или сме немали. Јас сум немал, мислам, и тоа е ирелевантно, не знам кои се тука. Но и во ТАВ собственик мислам дека е француска компанија Буик, мислам дека таму не е да тие работи така. Сега подкупи ќе правиме. Не верувам дека на тој начин функционира меѓусебно, па има опростиле пари, па не знам што. Факт е дека со овие 35 милиони евра се депонираат пари во општините каде што отпочнува процесот на подкуп. Еве прост пример, едноставен пример. Кажете ми една улица во Скопје која што е пробиена. Се гребење асфалт, ставање нов асфалт. А од друга страна зборуваме за гасификација. Како прави човек кој што си ја знае работата и кој што си ја сака? Кога ќе го изгребе асфалтот, ќе направи доле шлиц, ќе ископа, ќе направи канал во кој што ќе ја смести целата инсталација, и оптичка, и дистрибутивна електроинсталација, и канализација, и водовод, и ќе пушти цевка за секундарна мрежа за гасот. И ќе ја затрупа, и ќе стави одозгоре асфалт, и ќе остави една шахта, за утре кога ќе дојде некој да се приклучи во примарна гасификација, да може да се приклучи. Така прави човек кој што стратешки работи. А човек кој што сака да лапа провизии, не работи така. Гребе асфалт, става асфалт и бара провизија. Гледавме овие пари кои што беа за овие пари од ТАВ зборувам, пола милиони беа дадени во Рачиново. Пред дента откако се заплени украдената марихуана од пола тон. А ги обештетија? Па има. Внатре-партиски теми и тоа се последните прашања на ова исцрпно интервју, да речам, но ќе им се заблагодарам на сите 2000 гледачи кои што не седат во моментов.
Како е ВМРО ДПМН со внатрепартиските превирања? Поточно ме интересира оние превирања кои што се поттикнати од МК-мериот. Па ја би рекол дека сега не би го користел тоа МК-мериот како вие што го кажавте. Добро, тоа е сленг кој што се користи на социјални мрежи за полесно да се опише таа фракција. Постои иницијативен одбор, официјален, има уште една помала група би рекол на луѓе која што исто така пројавува определени амбиции, негодување и така натаму, но мислам дека што се однесува до структурата на ВМРО ДПМН, начинот на функционирање на партијата е сосема солидна, цврста, хомогена и ценам дека полека се подготвуваме за локалните избори. Секој оној кој што го има Зоран Заев за противник и сака Зоран Заев повеќе да не ја води Македонија и оваа влада на СДСМ, е добре дојден. Без разлика од кој МК доаѓа или од кој одбор доаѓа иницијатива, добре дојден, ги поканувам во партијата нека дојдат да поразговараме и да видиме каде може да помогнат. Во спротивно, ние не можеме поинаку да ги окарактеризираме, освен да ги наречеме дека се луѓе кои што му служат на Заев. Ако тој иницијативен одбор, хипотетички зборам, ако тој иницијативен одбор имаат доволно поддршка да свикаат вонреден конгрес на кој што евентуално би ве промениле, би поддржале таков конгрес, би се појавиле на таков конгрес да дискутират? Видете, партијата има акти по кои што функционира. Да. Има закони во оваа држава, партијата има партиски статут, врз основа на тој партиски статут се знае како се закажува конгрес. Таа тема сме ја затвориле, ние сме пред редовен конгрес, за 10 месеци од денеска ќе имаме ние редовен конгрес партиски, кој што ќе биде изборен конгрес, конгрес на кој што треба да се дефинираат нови програмски начела на партијата, нова доктрина, бидејќи ние од 2007 од конгресот во Штип практично немаме, би рекол, цели 14 години, за тоа треба месеци. Веднаш после празниците ќе отпочнеме со подготовка на тој конгрес, нормално. Треба да седнат луѓе, да ја пишуваат таа нова доктрина, таа програма на ВМРО ДПМН за следниот период и така натаму, така што тоа е она кое што е согласно статутот и актите на партијата. Сето останато се би рекол така дворски игри кои што се силно спонзорирани можеби од центрите од власта. ВМРО ДПМН дали планира да настапи на локалните избори оваа година? Да, планира ВМРО ДПМН да настапи, не знам зашто имате дилема или мислите дека ВМРО ДПМН нема да настапи. Во Штип? Во Штип не настапивме од други причини, пред се тука мислам на здравјето на граѓаните, но и мислам дека за неколку месеци да се потрошат толку пари во самиот пик на пандемијата, а резултатот го видовте кој е практично постигнат, се будалаштина, што впрочем излезе дека будалаштина. Никој денеска не зборува за изборите во Штип, бидејќи никој не ни сакаше тие избори да се случат. Освен Зоран Заев. И овој докторов што требаше да лечи, а уствари е главен извор на вирусот во Штип. Свесни сме за се што ќе прави Зоран Заев. Ќе бараме поддршка од меѓународна заедница, дел од тоа да биде спречено. Да, тоа ми е следното прашање, дали имате некои предуслови за да се појавите на тие избори? Ќе им подготвиме еден non-paper, една бела книга, што се ќе прават. За да немаме постепено тоа, не ни кажавте вака, така, еве да се подготви мониторинг мисијата, точно све ќе им кажеме што ќе прават на избори и кој ќе го прави тоа. Имиња на луѓе и лица, кои ќе го прават, како ќе го прават и на кој начин ќе го прават, ќе го доставиме. Тоа ќе се обидеме да го спречиме со сериозна теренска организација и конечно на крај ова може да се поведи само со окрупнување, ширење на фронт и теренска работа. Со многу теренска работа, окрупнување и ширење на фронт. Тоа е она кое што може ние како опозиција да го понудиме и заради тоа ги повикувам сите парламентарни, вонпарламентарни опозицијски партии да се обединиме и да го нападнеме ова погрешно водење. Ние нити имаме ресурси, нити имаме институции, нити сакаме провизии, нити некогаш ни паѓа на памет провизии да земаме. Тоа нема да се случи. Барем јас додека сум претседател на ВМРО ДПМН и доколку утре, а силно сум уверен тоа, има можност да ја водам владата. Тоа нема да се случи. Но прво треба да го направиме првиот чекор, како викаат first thing first. Значи прво да го победиме, а потоа сето ова ќе си дојде. Ова е начинот, нема друг начин. Они нема со памет. Што би сметале вие за успех на локалните избори? Победа во колку општини? Па победа сега, што би сметале? Што значи победа? Па да имаме повеќе градоначалници, да имаме повеќе советници и така.
Следното прашање ми е околу оваа логика која велите дека споради здравјето на граѓаните не стизеле на изборите во Штип, а во исто време организиравте протести. Па, протестите беа со ограничен карактер и луѓето кои што присуствуваат таму, бројките беа контролирани, иако би рекол тоа од страна на владата беше и власта предмет на подсмев. Види ги вие со 200-300 луѓе. Суштината беше таква да ние да не оптеретуваме за да не може потоа да бидеме осудени. ковид предизвикуваат пандемија, ширење, кластери и така натаму. Иако и тие самите нити споменале веќе кластер, нити некој следи кластери во оваа држава. Има луѓе заболеле, оздравеле, им стигнало решение за самоизолација. Има луѓе кои што заболеле, за жал починале, па им стигнало после нела дена решение за самоизолација. Такви се нашите кластери во моментот, за жал. Така што нека спијат само на тоа уво, нека подценуваат, како викаат, најтешко е да го подцениш човека. И тоа е најголемата грешка кога некој подценува. Практично ова што го кажувате сега беше причината и за малата посетеност на протестите на ВМРО ДПМН или би рекол внимателната посетеност. Внимателната посетеност. Самите рековте кога беше тој настанот за Гоце Делчев дека имаше сериозна бројка на луѓе. Така да немате дилема дека ако сакавме ќе имаше многу повеќе. Стои ли се уште ВМРО ДПМН на ставот дека Зоран и Вице зајави заедно со Сашо Мјалков се најголемата криминална банда во Македонија? Јас само едно знам, дека предводник на криминалот во оваа држава во моментот и човекот кој што е негов заштитник е Зоран Заев. Уште две прашања за крај на оваа година на интервјуа. Во прашањето ми е следно: што ќе им порачате на граѓаните за крај? За крај на оваа година, не за крај како. Да не биде многу крај на светот. Да не звучи ова, да. Не. Видете, она што е вообичаено, здравје, среќа, успех, оваа година да биде поразлично од оваа 2020 која што беше исклучително тешка за сите нас и би рекол можеби единствена за повеќето нас во нашите животи поради оваа пандемијата која што се случи и така натаму и последиците од истата. За жал, неуспехот на лошите политики на владата допринесува да уште поголеми бидат тие последици. Така што мислам дека здрав човек може да направи многу работи. Ако е човек мотивиран и среќен, тогаш мислам дека ќе биде и успешен истовремено. Така што тоа се оние генерално желби кои што сакам да им ги посакам на граѓаните, да бидат здрави, весели, среќни, мотивирани, да работиме повеќе за да успееме побрзо. И за крај, каде за нова година? Па дома ќе бидам, со семејството ќе бидам. Очекувам дека во домот ќе се ќе дојдат и моите двајца родители, така ќе биде, домашен амбиент. Не се плашите од да не ве пријави некој за организирање журка? Па не сме како семејство љубители на гласна музика и на таков тип на журкање. Добро, журка се прави со камерна музика. Но не се шалам. Но не, пристојно ќе биде, мислам пристојно во рамките на еден семен новогодишен амбиент, ништо спектакуларно. Стандардно она што е сарма и лепито. Да. Господин Мицкоски, благодарам на исцрпното интервју. 2 часа 2000 гледачи не следа без престан. Значи бевме интересни за 2000 луѓе. Бевме интересни за 2000 луѓе, ќе бидеме уште повеќе во наредните денови, бидејќи оваа емисија останува снимена, може да ја погледне секој кога сака, нема репризи, туку кога сакате може да ја погледнете емисијата. До вас да ви порачам среќна нова година, среќни божикни празници. Се гледаме во новата година по празниците, односно веднаш по Божики. До тогаш останете со здравје. Апсите новинар, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епиветар држава. Плачеа деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинитови.
Затоа беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.